Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Имаме гостин повторно вечерва, како што ви најавивме, градоначалникот на Битола, господинот Владимир Талески. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам, Јанко, благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме можност да поразговараме на темите кои што се многу актуелни овој период, се разбира локалната самоуправа. И локалните избори нудат многу формално многу решенија за граѓаните, но граѓаните ќе мерат она што е направено и она што може да биде направено. Секако и личноста дали ќе веруваат. Посебна приказна е кај вас, господине Талески, затоа што вие од граѓаните на Битола ќе го барате третиот мандат, што е вака невообичаено. Па да, за Битола тоа е нов момент, навистина е така, дури ретки се оние градоначалници во минатото, значи без разлика дали во ново време од Независна Република Македонија, но и порано, ретки се, многу ретки се тие кои што имале два мандати. Практично ова е можеби прв момент и голема шанса да се направи нешто што Битола до сега го немала, но токму така, како што беше кажано, мислам дека најважен аргумент се, без разлика на кампањата како се движи, мислам дека најдобар аргумент се резултатите, односно како кажуваме сега, значи делата. Тоа е најбитното нешто. Ние цениме дека изминатиот период направивме многу значајни работи, направивме многу проекти, реализиравме голем број потреби на нашите граѓани, имавме ден на идеи, ни дава идеи, ни кажуваа желби, ни сугерира. Едноставно, сето тоа го прифаќавме. Она што ценевме дека објективно е возможно и реално го претворавме во проекти и го реализиравме. Така што мислам дека тоа ни е првиот голем аргумент, значи нашите завршени работи за изминатиот период и се разбира сега новата програма која што имаме. Сакам да потсетам дека оваа програма не е правена за кратко време, туку на вистина сето она што го добивавме како информација од теренот, преку нашите граѓани се обидувавме да видиме што е она највистински потребно на граѓаните. И во сегменти го поделивме, се разбира, знаете, имавме неколку анкети и тие приоритетите сами ги кажуваат. Значи, има една болка, стара болка овде во Република Македонија, која што е последица од долготрајната транзиција и лошо спроведената приватизација, тоа е невработеноста. Тука често пати се запира нашите граѓани и се разбира она што е практично можност, потреба, одговорност и надлежност на локалната самоуправа, инфраструктурата. Тука најмногу, најчесто. И тука се борбите зошто ова улица е направена, она не е, колку се ископани улиците, не стигна до нашето мало и така натаму. Главно тука се задржува луѓето. Цениме дека со оваа програма, која што исто така вклучува експерти, се разбира, и подршка на повеќе сегменти и најмногу покрај тоа што се запишани имињата на проектите, тука е веќе вградено и нашето искуство. На почетокот 2005 година тоа не можевме да го направиме затоа што бевме неискусни. Сега навистина имаме два мандата искуство. Значи имаме искуство и со локалната самоуправа, и со аплицирање на проекти, и со Европска унија, ИПА фондови. Едноставно цениме дека тоа треба да се искористи и се охрабривме да направиме програма која што подразбира исклучиво капитални проекти. Но за програмата подоста. Првиот дел ја би го посветил на она зошто воопшто битолчани би гласале повторно за вас како градоначалник? Зошто би гласале за советничката листа на ВМРО ДПМН? Во предност сте вие од вашите противници затоа што имате нешто оставено и нешто направено. Колку што успеав да видам, вие ја донесовте оваа ајде да кажам каталог бурда, како што велат. Се шегувам, секако отчет, прилично амбициозно направен отчет на она што е сработено, како што стои овде од 2005 до 2012 година. Но ја не би видел од 2005, ја би видел барем за последниве 4 години, што се клучните работи, што вие можете да се пофалите пред своите сограѓани дека се завршени, значи за завршените проекти, а вториот дел би го посветиле на оние кои
треба да ги довршите, предпоставувам дека имате и незавршени проекти кои треба да се довршат, а потоа ќе одиме на новата програма. Да, значи зошто се нудиме всушност пред граѓаните? Зошто бараме мандат? Токму така, практично и во овој отчет ќе забележите, иако е од 2005 година, главните суштински проекти всушност се вториот мандат. Затоа што во 2005 година, прв пат кога добивме можност да бидеме локална самоуправа, практично наследивме на многу запуштена општина. Мрачна, темна, валкана и така натаму, и најважното многу задолжена. Значи, прво долговите беа околу 75 милиони денари, па, не знам, 87 и на крајот излезе дека долгот на општина Битола е околу 2 милиони евра. Кому долг? Каков долг? Кон разни фирми, предпријатија со кои што нашите претходници работеле. Да речеме, имаше... Ако работеле, тоа значи работеле нешто, имало нешто на терен. Велите, сте нашле една ситуација, како така? Многу општини тоа го наследи, Јанко. Значи, многу општини, без разлика дали се беа градоначалниците од ВМРО, ДПМР или СДСМ, тој период беше таков. Не беа истите закони. Работеа, луѓето и можеа да се задолжуваат. Сега не е така. Сега, знаете, додека не обезбедите финансиски средства, вие тендерот не можете да го распишите. Значи, наследивме долг за општина Битола, различно има општините, различно беа задолжувани. Во секој случај некои дури доскоро беа задолжени, беа блокирани, доскоро. Веднаш се зафативме да го вратиме долгот, без разлика како се трошени финансиските средства, и едноставно првиот мандат не иде повеќе од половината ние враќавме долгови. Значи финансиски средства што ги трошел некој друг. Практично убавите проекти се направени главно во вториот мандат, бидејќи првиот мандат го користевме и за подготовка на проекти, немавме ни проекти. Некаде требаше измена на детални урбанистички планови, и тоа го правевме, и почнавме полека да сваќаме дека треба да реализираме нешто во простор. Што и да направите друго? Ако граѓаните не го видат тоа во простор, значи како да не сте го направиле? И почнаме да правиме, и јас едноставно се заангажирав да видам што се желбите на граѓаните. И на вистина, први отворивме на банка на идеи, што малце беше така како шега сватена од опозицијата. Банката на идеи требаше да ги прифати сите идеи на граѓаните, кои што може да не пишуваат мејлови 24 часа на ден. И тука собравме доста информации, почнаме да ги правиме тие денови за идеи, доаѓа главно искрено за лични проблеми, за своји потреби, проблеми, барање, така натаму, но имаш и многу интересни идеи. Ги собравме сите, ги селектиравме и кажавме, ајде да видиме што ќе правиме. Имаше една работа се повторуваше, например, беше за обиколница улица Железничка. Тоа беше децениско ветување, повеќе децени на многу локални самоуправи. И рековме, добро луѓе, дали има некаков проект, дај да видиме, можеме да направиме или не. Се фативме за работа и видовме дека таму има 3 семејства кои што имаат околу 6 објекти на самото место каде што беше проектот. Затоа и не го направиле претходниците. Се договоривме со луѓето, ја направивме Железничка. Голема придобивка. Тоа е, не знам сега, вака географски ќе ви кажам, тоа е оној дел како мала заобиколница околу Битола, која што практично многу помага кон Новачки пат и се води патот кон Рек. Практично сите вработени сега кои што се во Рек, тоа бескрајно го користат и многу нив им користи. А тоа сигурно повеќе илјади работници се... Да, апсолутно. И секој ден, мислам, секојдневно, деноноќно, затоа што работат во повеќе смени. Значи, го средивме булеварскиот влез во Битола, страната на Прилеп и Скопје. Значи, таму сега излезе дури еден проблем, меѓутоа го средивме, ридот миниравме малце, го проширивме и сега имаме еден дел, практично една добра третина, скоро половина од влезот, апсолутно булеварски влез, што не постоеше. Го направивме првиот голем кружен тек на влезот, исто така, потоа најдовме финансиски средства од Интерек 3 програмата. И практично таму која знае Битола ќе се сети, од кружниот тек, едната улица ни се вика Прилепска, апсолутно до автобуска и железничка станица, до другиот крај на градот. Целата подземна инфраструктура ја сменивме и преасфалтиравме се. И скоро сега, значи претходнава градежна сезона, ја дозавршивме и следната улица, таа Ива Милутиновиќ, многу долга. Значи тие двете се како транзитни улици, поврзани, кои што ги поврзуваат како заобиколница околу градот. Значи сега и таа е асфалтирана, сосема, значи тој дел е направен како што треба. Сега, сето тоа е направено на повеќе начини. Значи комбиниравме, трошевме буџетски средства, значи финансиравме од буџетот на општината, за булеварскиот влез ни помага владата на Република Македонија, а ова што ви викам, што ја саниравме практично улицата Прилепска до автобуска и железничка станица, се всушност
европски пари, Интерек 3 програмата. И така на тој комбиниран начин практично целиот тој дел го средивме. Сега, натаму многу е важно, во тој мандат, практично вториот мандат, го дозавршивме градското шеталиште. Битола е многу убаво шеталиште. Нормално не го измисливме ние, ниту го направивме ние. Мислите на широк сокак? Не. Значи, како е широк сокак? Значи, од сад кулата, преку плоштадот Магнолија, одите по широк сокак. Доаѓате до Епинал. Продолжувате преку Камен мост, доаѓате до кај спортската сала. Од тука почнува едно многу убаво шеталиште, обител до Поттумбе кафе. Целото тоа шеталиште потполно е реконструирано. Значи, поплочено е, поставени се канделабри, поставени се нови клупи, тоа ние го направивме. Мислам дека е многу голема придобивка за сите, апсолутно за сите. Значи, од најмалечките до највозрастните наши граѓани. Го дозавршивме третиот дел на паркот, кој што е паралелно со градското шеталиште, поставен, и потоа влеговме на делот на Тумбекафе, историското Тумбекафе, кој што уште подразбира интервенции, но таму не идовме на голем проблем. Немаше детален урбанистички план. Таму ни е зоолошката градина, ајде планот го направивме, интервениравме и направивме една рекреативна зона таму, нови содржини ставивме и го започнавме проектот, значи овој мандат го започнавме реконструкција на зоолошката градина. И тоа се европски пари, затоа ќе зборуваме, оти треба да продолжи следниот мандат. Значи тој дел е апсолутно така завршен. Сега, нешто што многу значајно правевме овој мандат, кој што беше започнато технички, би рекол првиот, но посебно вториот, беше индустриската зона Жабени. Значи таму какви беа насоките? Ви кажав, на анкетите се покажа дека некој некако треба да го реши ова што е последица на транзицијата, невработеноста. А градоначалникот како да најде нови работни места, како да најде за сите работни места? Значи без привлекување на капитал тоа е невозможно. И се зафативме со една многу сериозна работа. Најдовме неизградено државно земјиште, градежно земјиште, направивме детален урбанистички план и почнавме да вложуваме таму. И вложувавме. Значи вложувавме, донесовме водоводна мрежа, направивме канализација, атмосферска фекална, истампониравме. Сето тоа го средивме и благодарение на поволностите што ги даде владата на Република Македонија, а навистина има одлични поволности, дополнително како општина додадовме и ние поволности. И ние бевме првата општина, сега не сум сигурен дали сме и понатаму единствената, не верувам, веројатно и другите по тој пример тргнале, бевме првата општина која што даде под одредени услови 100% ослободување од комунали на инвеститорите. Значи со услов, на пример, ако има инвеститор кој што до тогаш и тогаш ќе изгради. Кога ја направивте само Жабени? Значи таа главно вториот мандат, значи овој сега што завршува. Така. Главно тука инвестиравме многу. Мислам негде над 250 милиони денари веќе е инвестирано. Тука владата многу ни помогна во електрификација, затоа што такви пари немаат општините. Колкава површина е Жабени? Жабени е 86 хектари. Практично, и на тие 86 хектари практично сега можам да ви кажам дека имаме 32 инвеститори. Колку од таа површина е веќе продадена? Две третини се продадени. Јас сум убеден дека оваа година можеби еве и следната, да кажеме, таа ќе се исполни. Дури сум оптимист, искрено да кажам, ценам дека за неколку години таа ќе мора да се проширува. Предпоставувам дека вие и знаете кој од прилика ќе биде, можеби не смеете да ги откриете, но знаете веќе и кои инвеститори се веќе влезени. Знам како не е за криење, затоа што практично овие 32 инвеститори кои што купија парцели во Жабени, ги солемнизираа договорите, дел од нив веќе доставија своји проекти и добија одобрение за градење. Јас веќе имам подпишано 3 одобренија за градење на фабрики. Едната од нив е веќе изградена. Колку им треба нив време да добијат одобрение за градба? Кај нас рекордно брзо. Значи, ако ги достави денеска документите, ако е се во ред со документите, веќе следниот ден или најмногу тој после него добива одобрение за градба. Значи, тука имаме, еве во отчетот има, тука сме практично од Светска банка прогласени за најдобра doing дестинација во Југоисточна Европа. Што значи doing дестинација? Значи, започнување на бизнис. Почнување бизнис практично од нула. Ние ги даваме сите најдобри поволности. Во тој период кога ги добивавме признанијата, тоа беше вториот мандат, практично имавме најдобри услови за започнување на бизнис. Тогаш ја правевме индустриската зона, многу вложувавме буџетски средства, бевме многу брзи во издавање на одобренија за градба и сите други поволности што ги имаше како законска регулатива во Република Македонија, сето тоа влегуваше во рангирање. И практично од 7 земји на Југоисточна Европа и 21 град, општина Битола 2 пати беше на прво место.
Ај кажете ми колкави ќе бидат тие капацитети барем во отварање на нови работни места и таа работна сила претежно ќе гравитира сигурно во најголем дел од Битола. Апсолутно. А од оние 3 одобренија кои што се издадени, веќе еден го искористи тоа, еден инвеститор изгради веќе фабрика, 5 се во тек на постапка за издавање одобренија, значи само да кажам дека оваа година очекувам најмалку 3 до 5 нови фабрики да се градат, но фабриката ја изгради Кромберг и Шуберт. Значи еден од најинтересните инвеститори. Таа инвестиција е тешка 20 милиони евра и практично таму веќе работат нови 360 вработени наши граѓани. Значи, таа оптималната бројка што ја нуди Кромберг и Шуберт е 2500 вработувања. Значи, 2500, оние кои што работат во РЕК знаат, значи, тоа е нешто малку повеќе од РЕК Битола. Само едната фабрика. Значи, рачунаме овие 20 други кои што ги добија одобренијата, тие нема да бидат со таков капацитет, се разбира. Некои имаат по 50 на вработени, некои 150, некои 100, зависно. Но тоа добро ќе се почувствува меѓу граѓаните на Битола, претпоставувам заради огромната невработеност која постои. Голема, навистина голема невработеност и многу тешко се решава тој проблем освен на ваков начин. Значи, општината што има? Таа има законска можност, но и обврска да создава услови за инвеститорите. Општината не може да гради фабрики, ниту пак има пари да го прави тоа. Но таа има обврска да прави услови. Ни тоа некако многу сериозно го свативме и викаме ајде да правиме услови. Од секаков тип. Значи дали е тоа инфраструктура, поволности, да не плаќаат комунали луѓето. Крајната цел ни беше да почне некој да вработува. Јас се сеќавам првиот пат кога дојдовме со понуда, првиот наш критериум беше ако некој за една година изгради свој капацитет и вработи минимум 20 нововработени наши граѓани, тој 100% ќе биде ослободен од комунали. И сега 20, знаете каква бројка? Јанко, тоа беше научна фантастика. По 3 места не можевме да најдеме за вработување тој период. И сега, еве, благодарение на упорноста, соработката, можеби малку среќа имавме, дојде Кромберг и Шуберт кој што 360 ги вработи. И веќе тргнува. Каква компанија? Што произведува Кромберг и Шуберт? Кромберг и Шуберт е германско-австријска компанија, еден голем бренд, интернационален бренд, тоа е еден голем гигант, кој што произведува кабли за електроника за автомобилска индустрија. Рековте дека веќе скоро 360 битолчани веќе работат во фабриката. Рековте дека оптималниот капацитет ќе биде 2500. Кога ќе биде? Зошто не е? Зошто не се отворени повеќе работни места? Добро, и за Волков не прашувам. Не, таа е постапката, па тие сега ја завршија фабриката. Кога сега? Па, како да ви кажам, летоска практично имавме ние услови од нив поставено. Добро. Ние им правиме пристапен пат. Им ја донесовме целата инфраструктура, им донесовме електрична енергија, ги поврзавме на водоводната мрежа. Сега скоро направивме пречистителна станица, бидејќи тие нема, ги поврзавме на заедничката пречистителна станица што ја изградивме за целата индустријска зона Жабени за 5000 корисници. И сега тие ем не плаќаат комунали, ем не трошат своји финансиски средства тоа да го направат како инфраструктура. Сето тоа ние го правиме, едноставно им даваме можност само да се поврзат. Значи, зошто направивте? Јас се извинувам, морам да ја прекинувам, има доста подпрашања тука. На медиумите едно време се сврте кога веќе започна Кромберг и Шуберт да работи, организиравте бесплатни автобуси до носење до индустријската зона. Зошто го направивте тоа? Што имаше корист од тие бесплатни автобуси? Што ви испровоцира тоа да го направите? Значи вака, сакам искрено да кажам дека се направи на многу голема приказна околу индустријската зона Жабени. Значи, често бевме напаѓани дека тоа е тло кое што не дозволува да биде индустријска зона. Дека таму автоматски не може да се гради, дека сето тоа е лага, дека таму нема фабрика, дека таму не постои никаква инвестиција. Тлото не дозволува. Тлото. Жабени, тоа некоја бара да не било порано. Па било порано, да, имало нешто вода, па тонело земјиштето и ни направи неколку приказни и во тој период искрено неколку инвеститори рекоа ајде овие гледам сами се расправат да бараме друго место. Тоа беше пред 3-4 години. Избегаа некои луѓе. Избегаа да од приказните, точно така. Каква е политичката ситуација едноставно? Се како да имал некој за цел да ја наруши бизнис климата во... Апсолутно. И дури нас не беше чудно, викам, кому му одговара сега ова? Но, се едно, заврши таа приказна, ние моравме да докажеме
дека не се во право луѓето со аргументи, значи не со дуели, дебати и така натаму, рековме луѓе се фаќаме за работа, еден инвеститор поголем штом направи фабрика, значи тоа е возможно. Ние имавме многу испитувања, тама работа зошто би правеле на место кое што, да речеме, не е за таа работа. И, бидејќи во тој период беше многу активна една кампања, или би рекол антикампања, која што ја правеше опозицијата, јас кажа во ред, што ме таква работата, ајде да провериме кој е во право. Еве, кој сака да види дали тамо постои фабрика или не, има бесплатна линија, која што секој ден во 12 часот, заинтересираните ќе ги однеси и имаше, беа преполни автобусите. Ги повикавме и медиумите, викаме, ве молам, најтранспарентно како за секоја работа, ајде да видиме дали тамо има нешто. Дали опозицијата е во право. Дали вистина тамо е едно поле, запуштено, напуштено, дека тамо нема ништо, нема никакви инвестиции, парите ги немало и слично, меѓутоа, апсолутно се покажа дека не се во право. А ви направиле голема услуга, очигледно, видете што е добро да имаш опозиција, нели? Многумина немаше и да ви поверуваат, едноставно, они ви помогнаа, ете ви инспирира, немаше да ви текне да даете бесплатни автобуси и граѓаните малку добија надеж, предпоставувам, кога видоа дека нешто се градат капацитети и така натаму и така натаму. Сега за сега е само Кромберг и Шуберт изграден, така? Да, Кромберг и Шуберт и две одобрени има, очекувам пролетва да почнат. Едната е фабрика за производство на млеко, но не вака класично, значи не млекара, туку тоа е многу интересна фабрика со посебна една технологија, каква што нема на Балканот. Зашто се работи? Чи се работи за правење на екстракти од млекото, замена за мајчино млеко и слично. Значи посебна технологија. Млеко во прав, замена за млеко, такви тие медицински повеќе. Да, апсолутно. И многу интересно. И второто одобрение го изедов за фабрика која што произведува пластична амбалажа за хемиски производи и растителна храна. Еве се очекувам тие да почнат сега да градат, а до мај очекувам овие 5 мина кои што веќе се во постапка се интересираат за одобренијата да ги достават своите проекти и да им издадеме одобрение и тие да почнат да градат. Убеден сум дека оваа сезона сега кога веќе ги имаме сите услови ќе почнат сите да градат. Па предпоставувам и јас дека е така затоа што нели се работи за приватен капитал и тој нема никаква сметка да ги одложува тие работи кога веќе го откупил имотот и вложени се средствата. Кажете ми, предпоставувам дека бенефите и близината со грчката граница, бидејќи патот до Скопје, нели, Прилеп Битола до Скопје, дури мене ме одвратува понекогаш кога сакам да ги посетам моите роднини и пријатели во Битола, а камоли некој да има редовен дневен транспорт. Но тоа е веќе муабет за со друг министер. Предпоставувам дека Грција игра клучна улога, поточно патот до Грција игра клучна улога тука во развојот и инвестициите, бидејќи не се работи само за Битола, исто ќе биде и за Прилеп во нивната развојна индустријска зона, каде што исто така се очекуваат овие инвестиции. Да, значи многу е значајно. Сакам да кажам дека кога одбиравме локација каде да направиме индустријска зона, значи пресудно беше прво тоа да биде државно земјиште. Да немаме проблеми да кажат еве сега манипулираат цена ваква таква, значи државно земјиште, апсолутно целата зона е поставена на државно земјиште. Второ, мораше да се најде место положба што има добри услови за транспорт. Така што нашата зона е поставена меѓу транзитниот пат од Битола до грчката граница и на другата страна има пругата од Битола за грчка граница, која што негде 30 години не функционира. Таму имаше граничен премин, но 30 години не функционира. Сега. Железнички граничен премин збори. Да, да. Значи покрај ова имаше и железнички. Так. Сега, веќе имаме договорено со министерот и веќе имаме обезбедено 11 милиони евра преку Министерство за транспорт и врски за реконструкција на железничката пруга. Има тука многу работа. Нема многу, но таа постои. Постои, но треба да се реконструира таа, веќе долго не е во употреба. Ја реков мануциве да не ги манале више шиниве. Нема таква работа. И е многу важно затоа што благодарение на македонски железници кои што прифатија на наша сугестија, тоа е уште една поволност. Значи зашто се работи? Како е пругата од Битола до Кременица? Практично ќе има два крака кои што ќе влегуваат во индустријската зона Жабени, кои што ќе ги оставаат вагоните и ќе ги носат вагоните. Значи, и кон Скопје, но исто така и кон Солунското пристаниште.
Значи, во Грција таа пруга пруга е инвеститорите реконструирана. им одговара многу. Апсолутно, затоа што тие може да го користат и бродскиот превоз практично до Солунското пристаниште. И практично во километри, не знам дали сте споредиле некојаш, Битола Скопје, Битола Солун практично релативно за 10 километри е различно. Со тоа што овдека е порамно, поправ пат и така. Да, и железницата може да се користи директно од самото пристаниште до индустријската зона. Додека го направиме автопатот, секако. Ова е дел од проектите кои ги завршивте. Кажете ми, имам доста подпрашања, бидејќи имам доста гости, ја земав еден принцип, нема поставување прашања од гледачи, не ги отварам телефоните, бидејќи едноставно нема ни време да се постигне за такво нешто, но за атер на Битолчани, ја вечерва ќе направам еден исклучок и дел од прашањата кои веќе ги поставија преку Facebook до вас, ја ќе ви ги поставам. Има критики, има и прашања, има интересни работи. Ќе поразговарам и за тоа. Мене ме интересира, што е она што го започнавте, можевте да го завршите, не е завршено во овој мандат. Значи, не зборам за проектите од новата програма, туку проекти кои ги започнавте, а останаа недовршени и кои, нели, затоа им барате уште еден мандат да ги довршите. Да, апсолутно, значи многу реално прашање. Значи, прво е континуитетот во прашање во случајов, затоа што ние сакаме практично овој континуитет да продолжи имено. Значи, зоната ја завршивме, предпоставувам со прашањата, таму сакаме континуитет. Значи, таму се уште ќе се подобруваме. Таму го совладуваме просторот во зависност како се градат фабриките. Значи, таму сме стигнати до тампон, целата инфраструктура е поставена, меѓутоа не асфалтираме пред време, затоа што чекаме да се изградат фабриките. Кој како ја гради фабриката, до таму асфалтираме. И веќе си имаме постапка тука и тоа е завршена работа. Натаму, континуитет во касарната. Со самата децентрализација, со процесот, ние добивме можност многу интересна. Ги добивме објектите од старата касарна и површина од 103 хектари. Целиот тој дел порано не беше воопшто урбанизиран. И ние го урбанизиравме. Значи, практично направивме 3 детални урбанистички планови. И таму предвидовме нови содржини. Значи, таму трговски центри, има хотели, училишта, градинки, Вотерленд, има филмски град предвидено, имаме индивидуално домување, имаме згради, значи... Вотерленд ќе правите во Битола? Да. Имаме и такво предвидена маркица, доколку има интерес, значи дали ќе биде аквапарк и така натаму, значи и тоа е предвидено во горниот дел на касарната. Сега, работата е, ние ги нудиме, не спишуваме тендери. До сега, за индивидуално домување имавме 174 маркички, од кои 70 продадовме. Значи, кога зборите за тоа, зборите за изградба на стамбени згради, на ново градба. Индивидуални, значи, за куќи. А за куќи? А посебно имаме за згради. А посебно и за згради. Да, значи 174 имаме за куќи. Во тој дел? Во тој дел предвидено. Продадени се 70, веќе се продадени. Дали тоа ќе биде некоја населба? Населба, апсолутно нова населба. Тоа, Јанко, ќе биде една населба која ќе биде едно мало градче. Значи, потполно модерно. Веќе имаме инвестиции, руска инвестиција, Јури, например, една компанија, гради еден комплекс од згради со најсовремени подземни паркинг простори. Тие ги заврши и сега веќе зградата ја дига. Имаме уште еден инвеститор, Пелистер прави на друг дел комплекс, значи такви имаме 15 веќе инвеститори кои што ги купија парцелите и чекаме едниот период да почнат да градат. За трговски центри, значи кажав, имаме маркици, имаме многу убаво место за хотел, не е продадено тоа. Очекувам тоа да се заврши едниот период. И едноставно тоа ќе биде еден мал град. Значи таму исто очекуваме следниот период една голема експанзија градежна, а општината си зема за обврска целата инфраструктура која што постоеше заради касарната да ја замени, бидејќи сега таму имало мали објекти. Сега ќе има големи згради, ќе има големи трговски центри. Значи ќе треба нова водоводна мрежа, нова канализациона мрежа и преасфалтирање и правење на паркинг простори. Се во убаво вака кажано. Колку е реално остварливо и колку време ќе треба ова да се оствари? Има ли некои конкретни рокови? Имате ли веќе од инвеститорите некои сознанија? Вака, значи, ова е понуда до инвеститорите. Значи, сите овие се практично завршена работа од не цела една година. Бидејќи надлежноста ја имаме сега скоро, година и нешто.
Немавме надлежност како општини, нели, да управуваме со неизграденото градежно земјиште. Тоа го имаме од скоро и веќе тоа е на многу голема придобивка конкретно за нашата општина. Значи, управување со неизграденото градежно земјиште. Тоа е за нас полн погодок. И веќе тука напредуваме и во Жабени и во касарната. Значи, бараме сега мандат за континуитет на овие големи два проекти. Следен проект кој што го подготвуваме е во фаза на подготовка на НРЛ. Се извинувам пред да идете на... Кажете ми, таа населба, според проектот, колку жители би имала? Колку индивидуални објекти, колку станови би се изградиле? Имате ли некоја рамковна вака представа? Значи тоа беше простор, значи своевремено како касарна, кој што обслужуваше 5000 корисници. Значи сега тука перспективно би требало да се движиме, сега таа бројка многу е ризично да ја кажи човек вака, бидејќи не знаеме трговските центри кој како ќе земе понуда, дали ќе го прави тоа на 1 спрат, на 2 или на 3. Значи пример, хотелот треба да биде пример 5+6. Дали ќе биде тој 2 или 6, значи е релативно. Но, од прилика, најмалку таму за 10.000 ќе се даде можност. Најмалку. Значи, 10.000 жители кои што ќе можат таму да работат, да некои да стануваат. Едноставно, значи, простор за 10.000, значи најмалку дупло од она што го имавме веќе. Ќе треба многу да направите, освен овие сладки зборови и добри планови, кои убаво звучат, затоа што битолчани многу често е тој прекрасен град, тоа прекрасно место за живење го напуштаат затоа што мораат или гравитираат некаде надвор од државата или кон Скопје, едноставно потребата, преживувањето нив ги тера едноставно да се снаоѓаат. Ако ова со индустријскава зона биде, тоа ќе биде можност не само да останат, туку и битолчани да се враќаат за да имаат перспектива во својот град. Бидејќи Битола 5 децении едноставно од еден балкански центар, од едно најубаво место во Македонија, кој нели не е празна фраза кој ќе се каже градот на конзулите, што сака да каже дека бил административен центар на Балканот, каде што дипломатскиот кор бил собран. Човек логично ќе рече, па стави таму владата, стави го парламентот, таму да биде, нели, секогаш големиот град да биде, нели, како што и во, нели, Анкара и Истанбул, и така натаму, тие се тие примери кои, нели, очекувам попрво да биде она најрепрезентативниот дел од Македонија. За жал, ја имам некои своји лични емоционални погледи спрема Битола, можеби нереални, но јас сметам дека е неправедно запустена. Еве ќе потребам најблаг збор кој можам, запустена, и тоа намерно запустена, да луѓе кои живееле со генерации, значи во Битола со генерации се раѓале интелектуалци, луѓе со едно високо културно и цивилизацијско ниво, и одеднаш им се оттргнува тоа и они идат, како што Битола низ вековите растела и како центар, одеднаш им се оттргнува под нозете и едноставно паѓа надоле. Тоа е можеби најфрустрирачки. Ова го зборам затоа што имам и пријатели и роднини и чувствувам до тоа. Го чувствувам тоа кај луѓето. Веќе потенцијалот на Битола и она што го има како бекграунд, како историја, како наназад, не е ни бледа сенка од она што денеска Битола. Далеко е Битола од она што треба да биде Битола денеска за Македонија. Вака сега, значи, апсолутно се согласувам, тука е и борбата. Значи, од поставувањето на границата до Битола, почнува лошата приказна за Битола. Значи, Битола била голем административен центар, економски центар, па и воен, и стратешки центар, образовен центар, културен центар. Своевремено во Битола имало повеќе конзулати, но во исто време најмногу се изброени 9 конзуларни представништва кои што функционирале во ист период. Ние го враќаме концептот на Битола, значи времето не можеме да го вратиме. Денеска имаме, можеби не вистински конзулати, но 13 конзуларни представништва во Битола. 2005 беа само 4. И се запнавме, дај да видиме кои се вредностите, кои се ресурсите, какви капацитети има Битола. Огромни капацитети има. Покрај Пелагонија, Пелистер,
таму е нели рек Битола. Сето ова што го имаме како планини, кај Макчалан. Битола има најубава местоположба. Хераклеа Линкести, широк сокак, архитектура. Сето тоа, но тоа е веќе историска приказна. И рековме, дали може се што е потенцијал уште еднаш да го разоткриеме, да го ставиме во функција. Овие програми, овие проекти токму во таа насока се. Значи Битола точно така одземена и е силата на Битола со поставувањето на границата. Меѓутоа, тоа го направиле некои други, многу посилни и помоќни, но не е тука клучот само. Тука е, да речеме, историскиот клуч. Економскиот клуч на Битола и се случи една вистинска катастрофа, трагедија. Тоа беше ТАТ. ТАТ и се случи на Битола. Значи, вие знаете дека Битола е практично и битолско најпечалбарскиот крај од Република Македонија. Луѓе кои што работат во Австралија, Америка, во прекоокеанските земји, европските. Како не знам, секој второ што ми се јавува од странство по потекло од Битола. Ете така, токму така. Токму и тие луѓе, тие луѓе честно си работат. Тие луѓе на некој начин беа излажани и им се случи ТАТ. Им ги зедоа парите на луѓето. Јанко, искрено, до ден денеска има последици од таа голема катастрофа што се случи во Битола. До ден денеска. Ние од таа голема катастрофа, како да ја наречам, атомска катастрофа, сликовито, нели? Таа има таква радијација до ден денеска, па какви трагедии се послучија на семејствата. Значи, тоа е дополнително уште еден силен удар врз Битола. Значи, границата се постави, таа станува последна станица на возот и тука завршуваат сите приказки. Зошто ние сега бараме отворен концепт? Географски Битола е во срцето на Балканот. Со целата своја традиција, со целиот свој потенцијал, таа има голем капацитет. Ние се трудиме максимално сега се тие капацитети. Со процесот на децентрализација, колку што имаме ингеренции и можност како општина да ги ставаме во функција. И тоа функционира. Ние сме охрабрени од таа работа. Во вториот дел, ќе зборуваме за проектите, какви проекти имаме, овие што ги спомнав ништо не се. Еве да ве прашам конкретно, например, имав неколку поплаки, еве се во убаво малку и ја му дадов, ајде, повеќе филозофски, емоционален пристап на согледување, одошто вие како градоначалник, нели, многу подобро ја познавате работата на терен од мене, далеку подобро. Но еве граѓаните например се жалат. Го имате Пелистер, прекрасен е Пелистер, но патот до Пелистер е ужасен, велат. Така е. Зошто е тоа така? Зошто толку години, еве, 8 години сте градоначалник, зошто не се направи? Зошто ги немате ингеренциите, ги немавте можностите? Нели беше приоритет тоа? Еве, например, тоа е критиката. Значи, не, прифаќам, никогаш не сакам да одговорам, немаме ингеренција. Во случајов, законски навистина е така, но ние и таму создаваме услови. Ние не можеме со одлука да го направиме патот до Пелистер, кој што знам дека ова година е во програма и ќе се направи, но конкретно на прашањето, бидејќи сакаме да има развој на Пелистер. Сега се случи на мала друга катастрофа или голема катастрофа. Изгоре Копанки, кој што беше див објект, значи планинарски дом или планинарски дом, планинарски дом. Планинарски дом, хотел кој и нема пат пристап директен до него. Нема. Го направиле луѓето, тоа беше див објект, значи класичен див објект, сред моликовата шума, незаштитен, ни резервари. Кога е направен тој? Тоа е децении наназад доградуван, значи со децении, не знам, 50, 60 и некоја година, постојано се надоградувал. Сега се случи тоа што се случи, меѓутоа, главната, суштинската работа. Значи, таму се разбира, тоа е национален парк. Значи, желбата е многу убава, меѓутоа таму има 100% заштитени зони. Тоа е национален парк. Тоа е најубавата планина. Тоа значи градење ништо. Не сме. Ни ковање клупа на два трупци. Не. Апсолутно. Има такви зони, не се нормално. Да, апсолутно. Да, но ние проверивме каде можеме и што можеме. Сега, овој мандат што завршува, направивме детален урбанистички план во Нижеполе, кој што предвидува нови 9 маркици за хотелско сместување. Големо прифатилиште, паркинг простор и 9 маркици за хотелско... Нови хотели. Нови хотели. Нижеполе се вика местото. Добро. Тоа е место кое што не го знаат многу мина. Значи, тоа е кај старото Стрежево, што имаше свој хотелски дел, комплекс еден мал. Добро. Значи, таму 9 маркици за нови хотели, тоа е северната страна, Орлови бари се вика местото, под францускиот пат. Знаат битолчани многу добро за што зборувам. Значи, таму се најубавите предели. Значи, јас сум бил и во Банско, сум бил и на Кожув. Значи, најубавите предели во Република Македонија се таму. Но, сега треба да создадеме услови некој да инвестира, да речеме, во една жичара,
која што да речеме ќе ги погоди точно точките каде што тоа е возможно. Ние апсолутно возила нема шанса да пуштиме на Пелистер, не смееме. Тоа е катастрофа кога го дозволиме на Пелистер. Но прифатилиште големо кај Стрежево во Нижеполе, хотелски комплекси, тоа ќе го нудиме сега идниот период, бидејќи таму немаше детален урбанистички план. Имате ли поддршка од владата за вакво нешто? Вака, значи јас, Јанко, искрено сакам да кажам дека најголемите проекти без поддршка од владата нема шанса да се случат. Затоа што општините немаат таква моќ. Општините ќе создаваат услови додека можат, нашите општини не се толку богати. Нема таква финансиска моќ да можат тие да прават, да речеме, а и законски не сме, значи нема општина што може и хотел да гради, например. Нема општина што може да прави трговски центар. Апсолутно нема таква ингеренција, но и нема такви пари. Во секој случај за ваквите проекти, да речеме за изградба на хотели, не треба владата тука. Тука тоа го прават приватните инвеститори. Ние треба да им дајме можност. Значи ќе го искористиме рецептот од Жабени. Истиот рецепт што беше за индустријската зона Жабени, сега сакаме да го примениме на неколку други сегменти. Еден од нив би бил и овој што се однесува на Пелистер. Пелистер е многу убава планина. Значи, таму се навистина најубавите предели. Идејата е, доколку нормално има инвеститор што ќе биде заинтересиран. Од Нижеполе, значи од Стрежево, една жичара сосема до врвот на Пелистер. Дојде Гришко, инвеститорот кој што направи фабрика во Демирхизар и сакаше да се видиме и ми вика, многу сакам да ги видам очите на Пелистер. Прочитал човекот и се фасцинирал како може на планина од 2600 метри да има две езера. И ние немаме пристап. Му викаме, ако останете утре ќе ви обезбедам возило. Значи може, со джип се оди, не е проблем. Меѓутоа, кога би ја имале жичарата, значи секој заинтересиран турист може да стигне до врвот на Пелистер да ги види двете езера, на самиот врв. Тоа не можевме до сега да го правиме, затоа што апсолутно таму немавме услови, немаше детални урбанистички планови, апсолутно општината немаше документација. Ни за Пелистер, ни за Тумбе кафе. Самата джичара е поставена без документација. Толку долго не можевме сајлата да ја смениме. Не може општината да инвестира во нешто што не е нејзино и што е дивоградба, еве условно кажано. Па најдовме начини, тоа го задржуваме. Во секој случај, таму предстои период за кој што ќе се заангажираме и многу би сакале да успее идејата од Нижеполе, Орлови бари, северната страна на Пелистер. Таа е подобра. Таа е многу подобра од ова на Копанки што го имаме. Затоа што таму, на северната страна, под францускиот пат, снегот најдолго стои. Тоа е северна страна и она што ќе остане долго стои и мислам дека тоа е многу поубаво и од Банско и сега да не ми замерат пријателите, но и од Кожив. Многу поубаво, многу поблиску, пристапно е и плюс имаат урбани содржини. Луѓето што сакаат да останат неколку дена, да речеме еден викенд, 3 дена и така натаму, во вечерните часови слободно може да дојдат во Битола. Од Кожув кај ќе поедите на вечер? Од Банско, освен во Банско, во неколку ресторанчиња, кај ќе поедите? Во Битола имате се. Имате култура колку сакате, во изобилие на вечер. Имате други содржини. Едноставно Битола плени со културно-историско богатство, има што да се види. Значи, има разни содржини кои што треба да се стават во функција, како што кажавме, концептот е се што е ресурс, капацитет да се стави во функција. Сега ќе направиме кратка пауза, потоа веднаш ќе продолжиме со разговорот. Има уште теми, како темата што е спортот. Ајде. Одиме. Владимир Талевски, градоначалник на Битола. Овдека е дојден да ни даде отчет и повторно да побара поддршка од битолчани за уште еден мандат. Ке имате ли поддршката од шкембарите, кажете ме, навивачите, спортот во Битола кој, ајде да кажам, има потенцијал да биде македонското Челси, но за жал не е на тоа ниво? Апсолутно е така. Жал ми е што не е. Овој период со процесот на децентрализација морам да поврзаме на работа, да кажам дека од минатата година има измени во Законот за спорт. Во членот 14, меѓу другото, знаете дека локалната самоуправа има ингеренција врз училишниот, врз масовниот спорт. Ние едноставно ги немавме ни објектите. Значи, од минатото лето имаме таква можност и се зафативме за една машка сериозна работа. А тоа е? Значи, следново, многу ми е жал што претходно не можевме. Им помагавме, ние со одлука на Совет, помагавме на фудбалот, на ракометот, на сите, практично не ги одбивавме, но тоа, Јанко, беше помош, тоа не е работа.
Значи не може да се заврши работата ако само помагате. Значи тоа треба ние не збориме за некои наивни полуклубчиња, па еде поддржи го. Ние збориме за Ракомет број 1 во Македонија. Збориме за еден од најдобрите македонски фудбалски клубови. Збориме за многу сериозен спорт овдека. Сега вака. Значи 2005 кога дојавме, ФК Пелистер не постоеше. Не постоеше, има некои сметки, огромни суми електрична енергија, не постоеше. Клубот се собравме, некако застана клубот на носе. Имаше криза пред некоја година и сега, штом добивме законска можност, ние веднаш како општина прифативме да бидеме 100% акционери во фудбалскиот клуб Пелистери. И ние тоа сме, со одлука на Совет. И сите финансиски проблеми што ги има, фудбалерите веќе ги нема. Тоа може да го проверите. Сега. Не ми е јасно, како општината, не можеше да дојде некој, ај сега, да не парафразирам, да речем, Абрамович, немаме ние Абрамович на овие територии, но нешто слично, да го купи тој клуб, да инвестира во него и така натаму. За жал не дојде никој. Пазете, мене ми е драго што општината се заангажирала заради тоа, нели? Го спасува клубот. Така е. Но пазете, веќе во врвниот спорт се бараат милионски инвестиции. Ке ги имате ли вие тие средства за да го подигнете на такво ниво клубот, ако веќе влеговте како 100% собственик? Значи вака, ние со управата на Пелистер се договоривме отприлика колку пари им требаат на годишно ниво, што треба ние да обезбедиме, што тие самите, и така почнавме затоа што тој требаше едноставно да оди скроз во аут. Значи штета е битола да нема фудбалски клуб во прва лига. Штета е. Значи тоа е катастрофа. Сега почнуваме. Значи првата можност што ми ја добивме, ние формиравме акционерско друштво и тие веќе такви проблеми немаат. Втора работа. За прв пат од летоска ги добиваме објектите кои што беа во јавното предпријатие, кој што стопанисуваше со спортските објекти. Објектите се катастрофа. Катастрофа невидена. Катастрофа е благ збор. Ете така, и се согласувам. Благ збор. Така е. Па тоа беше трагично, ја од колегите овде кај што ги гледав снимките во спортската сала како процедува, снегот пробил, па паднало и така натаму, се сеќам минатата зима што беше. Па тоа е незапустено. Претходната зима беше Јанко тоа. Така, течеше целото. Катастрофа беше. И сега што направи? Среќа оваа зима беше малку поблага, па иначе истата приказна ќе беше. Не е точно. Не е така. Реновиравме, да. Веднаш, штом го добивме тој објект, веднаш реновиравме целата кровна конструкција, веднаш влеговме со смена на паркетот во едната од салите, сега сакаме да направиме нешто многу важно, бидејќи тогаш беше стариот буџет. Дали таа година ние не знаевме дека ќе ги добиеме објектите и не можевме да планираме буџетски средства што се ќе правиме во салата. Секако. Кровната конструкција ја завршивме, таму веќе нема проблеми, имаше некои ситни интервенции, ги дозавршија. Паркетот го ставивме. Сега, салата е од мајка, што викаме, накриво направена. Значи, таа не ги задоволува стандардите за европски утакмици. Сега, значи оваа година, сакаме да направиме проект, да ја направиме внатрешно спортската сала да ги задоволува сите критериуми за европски надпревари. Следната фаза е и ракометниот клуб да биде акционерско друштво. Со кошаркарите тоа го завршивме, сега сме во постапка сите клубови да ги средиме. Значи, ако нема никој заинтересиран, општината ги превзема. Јас едно знам, значи сакаме да направиме спортски комплекс. Многу е амбициозно ова, како ќе се финансират? Мислам, пазете, прво, еве што ми паѓа на памет. Реконструкција на сала може да чини дури и повеќе од што нова сала да изградите. Добро, зависи, не баш така, Добро. Значи, ќе реконструирате салата младост да може да се одржуваат надпревари на европско ниво. Апсолутно, да. По тие димензии ќе ја поставиме. Кога веќе ја реконструираме, зошто да не ја направиме како што... има и проширување некои предпоставки? Во она што ми кажа упатените, значи кажуваат дека во делот кај што е паркетот поставен, значи просторот е тесен, значи најверојатно или ќе треба нивото да го подигниме, или по еден ред лево и десно од гледачите да скратиме. Затоа што таа сала не одговара со таквите димензии. Како и да е, значи можете да ја доведете во таква состојба? Па може, како да не, тоа е техника. Веќе пари што ми имате, можете се. Да не подпрашувам дека ќе замрзнува парното и чешмите и слично, такво нема да се случи. Значи вака, сега ние направивме увид, таму има некакво грејење, меѓутоа не знам во која сала тоа е до крај средено како што треба. Да не се подсетуваме на минатата зима на оние трагични сцени. На -27 во Битола све замрзнува.
Тогаш, не, како велат, битолчани вика на минус 27 вика го закопчуваат сакото. Научени да на голем студ. Не, во секој случај сериозно, сакам да направиме на спортски комплекс. Стадионот, некој дојде, Лазар е многу добар, од Млади и спорт. Вика, се согласувам, ќе ја реконструираме едната трибина, ќе видиме и другите. Лазар, викам, супер ќе беше да ја реконструираме, ама нема трибина таму. Значи, прво треба да изградиме трибина, се согласи човекот, ќе помогнат и Млади и спорт и ние, значи, сакаме да направиме фудбалски стадион. Во Битола, замислете, не постои фудбалски стадион. Сакате или ќе направите? Ќе направиме, затоа што оваа година ги нарачуваме проектите. И еве, емисијава Здраве живот пак ќе постои. Пак ќе бидам гостин. 4000 со 4002 трибини. Добро. И 2 со 2 помали трибини. Значи 12.000. Доста е за нас, доста е. 12.000 гледачи. Англиски систем, вака како што ми изгледа мене. Ке имате атлетска патека? Сега тоа ќе го оставам на архитектите. Јас не сум многу по архитектурата, не ги знам тие работи. Имате ли датуми? Имате ли затворено финансиска конструкција? Вака, значи спортскиот комплекс под Тумбекафе ќе биде завршен целосно до крајот на идниот 4-годишен мандат. Со содржини скејт, нови игралишта, имаше бараат боречки вештини, немаме простор за боречки вештини. Тоа вие како општина ќе го правите, бидејќи рековте ги земате вие објектите. Што значи вие ќе преземете одговорноста да ги изградите сите содржини. Наш проблем како тоа ќе го изгради. Так. Значи стадион во Битола ќе има. И сега, многу интересно, малце другите ми забележаа дека тоа го кажувам често пати. Значи јас тврдам дека во Битола има најголем број таленти за спорт по глава на жител. Минатата година тоа од водата ви. Или од авата. Од водата ви. Или од водата или од авата. Ама факт е дека е така. А што од авата? Авата од воздухот. Воздухот, добро, се извинувам. Ете така. Значи или од водата или од воздухот, така. Добро. Авата е таква, обитолата, значи ако е авата добра, може нешто да се направи. Водата е од водата? Дека пелистерска. Ја ви кажувам све од водата. Па, значи, со жичарава ќе ја загадиме, Јанко, што ќе правиме? Да ја пиеме чиста водата, пелистерска. Мојот прв шок во Битола кога се тушира во хотел Епинал, немајќи представа какво е, ми се изнасмеа другарите, видам се туширам, важи. И вака, што е работа? И добро, се туширам, ставам шампон, и пуштам вода, тече на мене, пола сат, не може вода, не се симнуе шампонот. Стојам, дојдов, црвен како жара. Овие се газат од смеење. Викам, што е работа? Мека вода, вика, дружи. Да. Мека вода, вика. Невидена вода има. И тоа богатство добро. Ајде. Има пелистерка, има еден куп извори, има CO2, има 300 чуда и така натаму, и така натаму. Ова малце да го лабавиме. Дигресија, да, секако, да. Но, што се однесува до спортот, апсолутно се согласувам дека голем број на таленти се раѓаат во Битола и едноставно луѓето не можат да пркнат, бидејќи немаат каде. Точно е. Салата е прикрпена, стадионот е просто смешен, а имате фан база. Имате фан база каква што Скопје може да се пофали фан база со, не знам, Комити или, не знам, Loyal Fans и слично. Не, нашата навивачка група е подобра, Јанко. Вашата навивачка група, не, јас сум рекол, тоа што го прават навивачките групи за мене е веќе фолклор. Тука да има некој современ Марко Цепенков и да им ги запишува јадачките, ово она. Ја уживам во тоа. Значи многу е интересно кога се препукуваат дваму таму. Поготово што, на пример, сето тоа гледам па со време и еволуираат, нема вулгарности, туку иде на едно префинето зајадување, што е многу интересно. Јас другиот аспект сакам да го гледам. Значи, мене ме фасцинира енергијата што имат тие. Значи, без разлика како ја артикулираат тие, некојаш вака или поштро или... И немаат саглам клуб за кој треба да навиваат. Поточно имаат клуб, ама клубот не може да ги даде тие перформанси. Јас ви кажав, значи, она што можеме максимално, како акционерско друштво, ние максимум ќе ги поддржуваме. Се надевам, ова што беше кажано претходно, дека можеби ќе се заинтересира некој бизнисмен. Прашуваат срамежливо, меѓутоа никој не се решил да рече, добро луѓе, еве јас сум заинтересиран, дали може јас да го земам фудбалскиот клуб Пелистер? До сега не се случило. Прашуваат двајца, тројца срамежливо, ама тоа не значи дека не треба да имаме фудбалски клуб.
Мене ми е жал тоа заради и светската криза и нашата ситуација. Иначе би било убаво кога приватни инвеститори би ги откупиле клубовите или барем би се почнало она акционерско друштво и па и тоа е интересна работа, бидејќи една Барселона е акционерско друштво. Таа е собственост на сите акционери и тоа може да произлезе нешто добро. Знам колку се лојални битолчани, они ако видат дека вие се трудите, ја мислам дека и видат малце почетни резултати, ќе добиете максимална поддршка барем во овој сегмент. Јанко, искрено сакам да кажам нешто. Кога никој не веруваше во Жабени, кога Жабени знаеме да ја направиме, кога знаеме Кромберг и Шуберт да го донесиме, и 32 инвеститори, ова е се полесно. Значи, што сакаат луѓето да видат? Личен пример. Личен пример. Ако им покажите со личен пример дека ова и ова е возможно, не на збор, да го направите. Еве вака се прави. Завршува приказката. Значи, тој рецепт во Жабени што покажавме дека е возможен, сакаме да го примениме на повеќе сегменти. Меѓу другото и во спортот. Ние ќе покажеме, ако јас кажувам после 2 мандати, дека ќе направам фудбалски стадион како локална самоуправа, јас зошто би го кажал тоа ако не мислам така? Никогаш до сега не сум го кажал тоа. Пошто знаев дека не можеме. Рековте немате услови и тоа е реално. Немаме, дека така, не ги располагавте. Објектите не беа наши, немавме законска можност во професионалниот спорт да инвестираме и едноставно ми е жал што претходно навистина не можеме тоа да го решаваме. Сега го решаваме. Го решаваме некако, ќе бараме инвеститори, ќе бараме комбинирани некои можности, можеби 50 со 50 или 49 со 50, се едно. Но шансата е да им даеме на луѓето вистина ова што го правиме му. Тие немаат каде, нема инфраструктура за спортот. Катастрофа е. Сега, тука е нашата умешност на локалната самоуправа сега како со личен пример да покажеме дека тоа е многу важно нешто. Ако ставите акцент да речеме како што ставивме минатиот пат на пример на индустријската зона, тоа се случи. Еве зошто е точно ова што го правиме муавет. Кога видеа тие дека иде Кромберг и Шуберт, јас морам да кажам, тројца македонци од Австралија се инвеститори во индустријската зона Жабени, купија парцели, ќе градат фабрики. Се охрабрија кога видеа дека некој друг. Кога може Кромберг и Шуберт се вика, па Белки гледал германецот што правел. Така. Слично чувствувам дека можеме да го направиме и со Пелистер, и со спортот и во сите други сегменти. Во сите други сегменти. Па ние се охрабривме и во културата. Манаки е најзначајното случување од културата во Република Македонија. Знам, работев на Манаки 4 години. Нели се распаѓаше? Нели се селеше? Катастрофа беше. Сега каков е Манаки? Катастрофа. Јас зборам работев од 97 до 2001 и многу лошо искуство, и сместување, и хотелот, и пенал беше во една ужасна состојба и така натаму, и така натаму. Дури ми се налутија битолчани кога имаше предлози да се пресели фестивалот во Скопје, велам ако ова вака продолжи, подобро преселете го, бидејќи ако нема интерес Битола да го и надлежните да тоа го дигнат целодневно, бидејќи не е само реконструираја салата и стави го проекторот, туку треба цела инфраструктура, треба ресторани, треба хотел, треба сместување, гости сакаш од врвна класа и така натаму и така натаму. Ја немам ништо против тоа, но немаше во моментот и ја едноставно викам. И лошо беше организиран порано, многу лошо. Просто аматерски беше организиран. Но и не треба, мислам, град да живее на една манифестација, иако е стварно врвна, стварно интернационална, недоволно едноставно. Недоволно за една Битол. Немате информација. Не, зборам за ваква класа, секако. Не. Може да кажам нешто. Зборам за секако, тука е театарот, тука е се... Не, институциите што се врвни башка. Значи вака, кога дојавме како локална самоуправа, добивме сознание дека културните лета такви какви што се ќе бидат укинати. Демек, општините треба луѓе, барајте си чаре. И ние веднаш се зафативме да си направиме наше културно лето. Битфест, најдолгото културно лето во Република Македонија, Битфест, што значи Битолски фестивал, од крајот на јуни до крајот на август. Минатото лето имавме 170 содржини. Тоа го нема во Македонија. На ниедно друго место. И тоа, концептот е за сите вкусови, за сите генерации. Значи, театарски представи, филмски проекции, рок групи, поп групи, акто фестивалот и линденски денови, значи се е таму. 170 содржини. Тоа го нема. Значи, тоа беше, можеби некојаш, не знам, последно време не следам толку многу Дубровнички летни игри, со многу повеќе пари, се разбира, а ова ние сами го правиме.
Ние сами. Ја задолжувам неколку луѓе кои што се разбираат во таа работа нормално, ги правиме контактите, ја правиме програмата и директно ние комуницираме со нив. Не земаме агенции, некои... Значи, наместо да правите пивофест со турбофолк, вие се одлучивте на култура висока Да ви кажам нешто, ако еден ден се бара град за културата во Европа, тој ќе биде Битола, тврдам. Со големото културно-историско наследство, значи гарант, ние и награди признани имаме, за тоа не правевме увет. Ние 2 награди во Швајцарија имаме, во Лугано, токму на оваа тема. Во Верона имаме награда за полноправно членство во Европска асоциација на историски градови и региони. То никој го нема, само Дубровник го имаше од Ексио и Битола, и никој друг го нема тоа. Значи, плюс, последната награда, минатата година при крај, негде ноември, мислам беше, во Лугано е награда за културни и фестивалски содржини кои што го афирмираат практично ваквото богатство. Значи, ако еден ден се бира град, јас тврдам, можам да потпишам, кога ќе дојдат европјаните, бидејќи јас не знам адреса во Лугано, ниту знам во Верона, според нивните критериуми тоа сигурно ќе биде Битола. Заради односот, заради богатството и нашиот однос кон таквите вредности. Значи, можам да замислам една манифестација на античките локалитети. Хераклеја Линкестис, доживување. Тоа може само во Римскиот Колосеум да го доживеат или не. Навистина е многу. Ретко. Така да можам да предпоставам, но сето тоа треба добро да се изменаџира. Вие го имате потенцијалот. Работата е што со Битола генерално проблемите се не е менаџирано. Еве пак да се вратиме на практичните проблеми. Културата ви е јака страна и уметник сте по вокација и така натаму и ја разбирате и природно. Но еве на пример Скопје направи една многу добра работа што ја учествував во некои форуми на интелектуалци во градот и така натаму на времето. Градот е изграден каков што е. Не можеме некои работи да ги срушиме, па да изградиме некои поубави. Но овие вака како што се запуштени, барем да им ставиме добар мејкап. Она што, например, беше добро во Битола што се направи е, нели, главната улица Широксо кога се направи и така натаму. Но дали сте задоволни од тоа, бидејќи критиките кои стигнуваат, например, има објекти од историско значење кои им се запуштени, например, нивните фасади и така натаму и така. Значи зборувам обновување на сето тоа. Убаво е ти кој ќе го направиш, но и севкупниот изглед треба да кореспондира со сето тоа. Апсолутно. Значи, Јанко, тврдам дека во Република Македонија најголем број заштитени објекти во сферата на културно наследство има во Битола. И таквите објекти навистина се многу. И навистина треба голем буџет за таа работа. Ние, зафатени од транзицијата, зафатени со екзистенцијални проблеми, се посветивме и дадовме приоритет на жабени. Може би сме пропуштиле, може би е грешка тоа, така? Јас не викам дека сме идеални и дека сме најдобри во светот. Но, доаѓа период кога сето ова треба да добие поголема содржина и поголем ангажман. Значи, за сега, сакам да кажам дека тоа оди преку Дирекцијата за заштита на културното наследство, преку Министерство за култура. И Министерството секоја година во својата програма има неколку фасади од Битола што ги обновува. Ние сакаме следен период да видиме како тоа ќе изгледа преку локалната самоуправа. Дадовме приоритет на стопанството. Сега, даваме приоритет на сите други. Сакаме вистинска преродба во сите сегменти сега да направиме, бидејќи сега сме искусни. Не сме како во 2005 да не знаеме да речеме кој од овие теми во кое министерство треба да аплицираме. И мислам дека сега вистина имаме шанса да отвориме практично во сите сегменти. И тоа е многу значајно. Истото беше за спортот. Дури еден од чкембарите ми напиша, и во право е човекот, нормално секој може да каже што сака. Што значи чкембар? Сега ми текне да прашам. Од навивачката група чкембари, Не, знам, туку самиот збор чкембар не знам што значи. А никогаш не ги прашав моеве. Вака, јас предлагам една емисија со чкембарите да си направите, ќе ви кажат се. Они да ми кажат, добро. Да. Значи ми напиша, вика, градоначалникот, не му верувајте, тој не е спортист, и не го интересира спортот. Добро. И нема тоа да го направи. Добро. Јас викам, извинете, дали вие знаете дека јас фабрика во живот не сум видел, а сега е Кромберг и Шуберт најголемиот бренд што ќе вработи 2500 луѓе во жабени.
Значи не е тоа. Значи мислам дека аспектот ова што го спомнавме, менаџирањето, тука е штосот. Со добра екипа и добар концепт, мислам дека без разлика каква содржина може да се менаџира. Значи тука е штосот. Ние Битфест како што го направивме, слично направивме Жабени, не поинаку. Организација. Треба одлична организација и треба луѓе кои што разбираат да ги ставите во екипа. Ако најдете луѓе кои што сакаат, се ентузијасти и ја разбираат таа работа, јас не можам се да знам во светот, така? Што ќе бидат клучните проекти во новата програма ваша? Ете, тоа е главната тема. Благодарам за ова прашање. Значи, продолжуваме со Жабени, продолжуваме со касарната. Се охрабривме да направиме топлификација на Битола. Значи, тоа беше децениска желба. Сега мислам... Ова го бараат битолчани, така? Го бараат, да, апсолутно. Имаше една топлана во Битола која што за жал пред неколку години се распадна. Мрежата се распадна, финансиски се распадна цел тој систем и едноставно неколку години апсолутно луѓето се снаоѓаат сами. Во поголемите објекти си ставаат своји подстаници, свое парно грејење, така наречено, и тоа кај поголемите потрошувачи важи. Меѓутоа, генерално во Битола такво нешто нема. Сега, кој е концептот? Јас ова го видов и во Грција и во Пожаревац во Србија. Значи, од рек Битола се заделува топлинската енергија во посебен систем. Тој систем веќе е вграден во рек Битола и владата го задолжи ЕЛЕМ да направи акционерско друштво Топлификација кој што ќе се грижи за реализација на проектот. Проектот е меѓу 60 и 70 милиони евра. Што содржи тој? Многу големи средства се ова. Меѓутоа акционерското друштво после влогот, нели, тој ќе се го наплаќа. Так. Еве како. Значи, во рек Битола веќе русите кога го граделе оставиле простор мисле чини во третиот блок дека беше, оставиле простор за внесување на таков систем за топлификација на градот. Сега, од тука... Кој знае колку ни се чуделе, зашто не користиме таа енергија? Веројатно ни се чуделе, да. Нешто. Јас да ви кажам, имавме некоја релација. Цела Битола се во најстудените денови, кај што знае и по минус 20, минус 30, да се грее на струја. Апсолутно, и тогаш е проблемот. Што ќе се направи, значи, клучно? Вака. Значи, интервенција во самиот блок, се носи новиот систем, се заделува од топлинската енергија на рек Битола, која што влегува практично во генераторите за производство на електрична енергија, нов систем, нешто во принципот како затворен систем. Значи, се носат примарни топловоди во дворот и надвор од дворот на рек Битола, низ општина Новаци, се доаѓа до Битола и се прави примарната мрежа со еден крак за Могила. Сега, секундарната мрежа која што постои, ќе се реконструира, ќе се санира, ќе се доизгради, ќе се поврзат сите големи потрошувачи на примарната мрежа, а потоа акционерското друштво според потребите на граѓаните така ќе надградува секундарната и терцијарната мрежа. Значи, идејата е да се направи нешто како обрач околу градот, кој што ќе носи топлинска енергија од рек. И да може од таму кракови да се пуштаат кога му треба. Прво ќе идат најголемите потрошувачи, најголемите објекти. Предпоставувам државните индустрии, државната администрација, школите, тоа ќе биде примарното, спортска сала, такви ради, хотели, што ти ја знам, а потоа нели секундарното. Секундарно индивидуално, кој како сака, да. Така натаму. Сега. Дали зградите кои постојат веќе они имаат и некаква инфраструктура? Рековте дека има уствари. Ми рековте дека со своји подстаници, што значи нема да им биде проблем да се приклучат на таа мрежа. И ќе се приклучат затоа што цената ќе биде поевтина. Значи многу е поскапо, на пример, во овој блок има, не знам, 30 стана, да плаќаат сите 30 за грејење, нели? Отколку да се приклучат на примарната мрежа која што обслужува многу поголеми потрошувачи. Значи тоа е важно и мислам дека е ова важно. Општината инвестираше во своја мрежа за најголемите потрошувачи. Битолчани знаат, значи некаде од горната гимназија до здравствениот дом. Тука се големи потрошувачи, значи тамо е гимназијата, тамо ни е универзитетот, ректоратот, кај што ни е сместен универзитетот, тука имаме општината, имаме противпожарната служба, го имаме едниот суд, другиот суд, едноставно неколку згради до здравствениот дом. Тоа ние го изградивме кога не знаевме дека топлификација ќе се распадне. Сега, кога ќе дојди примарната мрежа, едноставно тие само ќе се приклучат. Во моментов не ја користите таа? Не се користи, индивидуално се греат сите, бидејќи не постои еден центар. Но ја имате мрежата и веднаш ќе можете да се приклучите. Добро. Во тој проект, освен планови и средства за вложување, има ли некои датуми?
Значи, тоа јас исто мислам дека таа ќе се заврши до крајот. Мислам, баш сега пред ден-два имав можност да разговарам и со директорот на Елем. Според планот е крајот на 2016 да се пушти топлина за првите корисници. Значи, некаде пред крајот, при крајот на следниот 4-годишен мандат, значи малку порано една година отприлика, таков е планот, првите корисници веќе да ја користат ова, би рекол, привилегија. Значи, побрзо нема да може да се... Не, мислам дека цела оваа година ќе ја потрошиме во документација. Физибилити студијата е направена, сега треба да се направи основен проект, значи треба да се направи главен проект, пресметките да се направат и според проектот да почне да се интервенира, затоа што без проект... направено е тоа акционерско друштво? Направено е, да, поставен е раководител, тие си ја бркат работата сега, ја направија физибилити студијата. Значи, фаза е тоа, значи не може... Колку километри ќе треба тоа, колку да се изгради до Битола? Значи, па колку? Над 12 километри најмалку. 10-12 километри, а самата мрежа околу градот? Тоа значи ќе го предвиди проектот. Штом го донесат проектот? Голем зафат е тој. Тој е многу амбициозен зафат и тука сме ние, како да ви кажам, концентрирани, тоа мора да го направиме, затоа што штета е имајќи го рек да немаме 24 часа грејење во Битола. Пожаревац го има тоа функционира. Рек, колку јаглен троши, колку енергија топлинска троши за производство на електрична енергија, Скопје може да го грее со се Битола, око да не трепне. Еден базен со вода и под висока пареја и шибај до Скопје. Се шегувам секако дека парафразирам и дека... Да, заради капацитетот на рек. Но заради Реке гигант, 70% од електричната енергија тој ја произведува за цела држава. Само се прашувам, колку топлинска енергија бега така од таму? Па сега тоа е неискористената. Тоа е, колку човек, нели, само некој математичар, физичар или не знам, стручнjak би можел да даде одговор и тоа велам, затоа кој знае колку кога граделе ни се чуделе на умот, што не сме изграделе да ја користиме. Колку време ни требаше, ама исто изгледа тој ни треба време да созрееме. Така беше и со железара. Па парното железара последниве децении кои се користи и најефтино и најквалитетно, најјако не престанува бидејќи нели додека работат топилниците, додека работат печките, топла вода има. Топлата вода е нус продукт на сето тоа. Добро, тоа е третиот голем проект. Сега има покрај Жабени, касарната, топлификација кажа. Значи Добро. тоа се гигантски, значи навистина се трите многу големи. Треба континуитет таму и навистина посветена работа. Следниот проект е оној кој што не зависи многу од општината, но зависи во соработката, тоа е гасификација. Значи до крајот на мандатот прашавме, ние по министерства се предвидува гасификацијата да дојде до Битола, но тоа не го води општината, знаете дека е така, значи тоа е чиста географија. Знам, го кажа тоа министерот Ставревски овдека во емисија дека тој крак што ќе минува во Македонија ќе пристига до Битола. Така, и тој многу е важен. Важен е заради рек Битола да престане да користи, да не користи само јаглен, туку да може да користи и плин за производство на електрична енергија. Ете така, значи со прилагодување, адаптација, затоа што јагленот кај да е некој ден ќе го немаме. Така по неколку години, ова е уште една можност за дополнување, но не само заради рек. Значи гасификација на другите индустријски објекти. На крајот на краиштата и јагленот да се го чуваме као резерва, да трошиме. Па кога ќе им снема на русите, ние пак на јаглен. Па ќе видиме после. Ќе го продолжиме, нели, векот... Кон нив. Обратно, после ние ќе им пуштаме. Да, ќе се продолжи векот на рек. А векот на рек сигурно дека ќе се продолжи. И за индустријските капацитети, па и за Жабени. Гасификацијата ќе ни треба, нели, до тогаш ние ќе имаме веќе неколку изградени фабрики таму, кои што ќе треба да се гасифицираат, и зошто да не. И во градот, нормално, оние институции кои што ќе го побараат тоа. Тоа се сега спортски, значи кажавме 4 клучни проекти. Спортскиот дел ми е многу битен, затоа што тоа е новина и за нас. Немавме таква можност, значи спортскиот комплекс кој што ќе го тераме со спортски содржини, нови содржини, реконструкција на постоечките, до крајот на мандатот сите тие работи мора да бидат завршени и Битола ќе биде спортски град. Јас очекувам најспортски град да биде.
Затоа што ќе дајме приоритет, како претходно што дадовме, да речеме, на Жабени приоритет. Жабени сега веќе има свое течење, ќе дозволиме сите тие проекти да си течат, ќе ги ослободиме од сите пречки и сега ќе даваме нови приоритети. Еден од тие приоритети ни е спортот, кој што не беше до сега. Не можевме тоа да направиме. Значи, таму продолжуваме во тој дел и одевме да таргетираме, да видиме што треба и за кого да направиме. Од најмалечките почнуваме. Лоциравме дека се потребни нови 4 градинки. Дали ќе бидат тие нови објекти, реконструкција на постоечки, сеедно, значи, ќе има 4 градинки кои што ќе се финансираат директно од буџетот на општината. И што е добра вест, значи луѓето веќе формираат семејства, планираат своји семејства, има дечиња, се повеќе и ние ќе ги згрижиме, помагајќи да ги згрижиме дечињата и на родителите. Вака да се слушне, има се повеќе дечиња, обично се, нели, се она се прецепира дека бела смрт влада во Македонија генерално, ме радува овој факт. Значи, да, побарувачката е голема. 4 нови градинки, тоа ќе ви кажам точно. Има побарување големо, да, ај претпоставувам сега со работа и луѓето полесно ќе стапуваат во брак и ние вака многу е чудно, но сега се разоткрива практично мозаик како пристапивме, кој ни е концептот. Жабени, за да се вработуваат, касарната, вработените да можат да се домуваат и стимулација на семејства. А што мислите, тоа е добро, ајде, не морам да ве подпрашувам овие работи. Еве, ќе ги кажам градинките. Значи, конкретно во селото Краварина, во Долно Оризари ни треба градинка, во центарот Карши Скопската пивара, го викаме често пати, и во Јонче Мурџевски, отстапивме на местна заедница, се преполни со дечиња, бараат сега уште толку. Значи, тие се 4 места кои што се лоцирани, каде што ни бараат луѓето, мештаните, значи повеќе простор. И ќе им дајме повеќе простор. За поголемите, одиме сега со реконструкција на 9 нови објекти на основни училишта. Значи, реконструиране се, многу ги има во програмата и нови. За средните направивме 3 спортски сали со помош на владата, се разбира, преку Министерство за образование. Добре. И преку Млади и спорт за студентите направивме нова спортска сала, значи вкупно 4 нови спортски сали имаме. Сега, за основните училишта ќе правиме 7 нови спортски сали. Тоа се тие 4 нови спортски сали се во меѓувреме за овој мандат, овие за овој за 4 години 7 спортски сали ќе се прават. Сега следни вечер. А сега ќе се прават. А направени се досега. Досега 3 спортски сали во средните училишта и една спортска сала за универзитетот. Значи тоа се потполно нови или реконструирани? Потполно нови. Потполно нови. Значи вака, средните училишта се од програмата од Министерството за образование, а во ректоратот при универзитетот е направена спортска сала преку Млади и спорт. Така. Овие што ќе ги правиме 7 нови во основните училишта се преку Министерството за образование. Добре. И лоцирани се, точно се напишени во кој училиште ќе има нови спортски сали. Но има една категорија повозрасни наши граѓани кои што, да речеме, во подоцнежни години им треба прифаќање, помош и така натаму, не можат самите тоа да го обезбедат. Правиме реконструкција на старски дом. Значи Сју Рајдер. Тоа се европски пари. Аплициравме овој мандат, добивме проект, тој веќе почна да работи, односно да се реконструира, имаме 2 блока. Практично тоа беа околу 150 места за 150 корисници, меѓутоа, сега се ќе биде по европски стандарди. И просторијата, и димензиите, и материјалите, се надевам и негата. Многу похумано, многу поцивилизирано. Да, и го зголемуваме капацитетот за 50 до 60 нови можности, бидејќи таму ред се чека кој да влези. Тоа е значи за највозрастните, тоа е една важна работа. Еве еден капитален проект, исто одолжување на браќата Манаки. Значи, браќата Манаки донесле првата камера на Балканот во Битола. Ете така, но работеле во киното Корзо, кое што не постои. Сега, од буџетот на општината почнуваме оваа година, имаме проект, имаме маркичка и така натаму, почнуваме со реконструкција на киното Корзо, кај што работеле браќата Манаки, да се одолжиме на историските личности. Тој ќе биде во првата фаза. Кај се наоѓа? Широк сокак каде е? Така. Корзо, знаете каде е кафаната? Пред Корзо, таму има еден времен објект, тука некаде.
значи на тие димензии ќе биде поставено киното. А ќе биде поставено изградено? Изградено? Тоа не постои. А не постои никако објект? Не постои, ништо нема, ништо. Тоа е изгорело, опожарено било некогаш и со време е исчистено, не постои ништо, но имаме маркица и ќе почнеме практично да го градиме ние. Дали ќе го градите како нов современ објект или ќе се обидете да го реконструирате старото? Вака сега, значи потполна реконструкција на изгледот, на фасадата. Браво. Потполно, значи како што било историски, но внатре, во моментот кога ќе ја носиме опремата, најсовремената технологија ќе ја поставиме. 3D дигитална? Се што е најпоследно. Каков капацитет ќе биде? Па мислам дека ќе биде некаде до 120 на седишта, 130, малечко е, но ќе планираме и 2 соби, како музејски соби за браќата Манаки. Браво. Сакаме со тачскрин да ги гледаме. Значи, тоа ќе биде фантастична работа и мислам дека првата фаза оваа година ќе ја видите. Манаки да не беше главна на сала, кино немаше каде. Точно. Мислам, одржување фестивал на филмска камера, нема кино градот. Мислам, тоа е онаа трагедијата за која зборам. Знам, Јанко, јас на Битола. Откаде што доаѓаат најубавите луѓе. А ние затекнавме таква општината. Мораме уште една пауза да направиме, ќе продолжиме со разговорот, а во меѓувреме ќе ги видам и неколку потпрашања ќе извадам и од гледачите. Не го правам ова обично, но со другите гости затоа што сме сконцентрирани на програмата, но за битолчани морам. Одлично. Повторно во живо од студиото на Јади Бурек, јас само подготвувам малку и мојата Facebook страница неколку прашања. Некои прашања ќе се повторуваат. Скейт паркот прво што ми налета овдека пред очи. Вие го спомнавте, тој ќе биде во рамките на тој спортски комплекс. Тоа мислам дека уште оваа година ќе го направиме. Тоа не е некоја голема сума. Ме замолија млади луѓе, ме сретна на една презентација, а јас им кажав: кажете како сакате да изгледа и ќе би го донесат проектот. Тоа мислам дека уште оваа година можеме да го направиме, доколку го донесат проектот. Имам предвидено финансиски средства, не е тоа голем износ. А не е ни голем простор, не е ни голем простор, да. Дури имаме да им го направите. Мислам дека и оваа година тоа ќе го завршиме. Ако го донесат проектот, се разбира. А ако не ќе направиме ние, веќе имаме лоцирано отприлика простор кај би бил. Значи блиску до ќумурното игралиште, тука негде. Знаат тие. Го знаете ќумурното каде? Не, битолчени, леле. Не, прашањава ги гледам, не се ни прашања, него мајтапџи се, ама не знам, стварно ми е прашање. Она прилепчани се фала дека се за мајта број 1, ама со битолчани ја никогаш не сум излегол на крај. Како вика, прашите дали кој ќе победи, дали ќе дозволи геј парада со неговиот против кандидат. Ништо не одговарајте. Не одговарај, само е дали ќе дозволите геј парада. Не, ние не сме од тие. Има други што со законот има проблеми. Дали ќе му дозволите на против кандидатот да одржи геј парада? Нека поднеси барање, ќе видиме против кандидатот. Вака, спомна некој парк кој е на 5 минути, сега ви го прочитав, се обидувам да го најдам, кој е запустен. Парк на 5 минути? На 5 минути до општината. Ај ќе го бараме. Ајде, добро. И вие го заборавивте, го прашав. Еве, додека барам, одговор, ова е и констатација и критика. До кога ќе ги кршиме колите под дупките? Уште ли Битола има такви проблеми? Да, Битола имаше катастрофални проблеми токму со патната инфраструктура. Ние, Јанко, се зафативме сега практично транзитните улици, главните улици, 95% се завршени. Се имаме на улица Васко Каранѓелевски, таа ќе завршиме оваа година и влегуваме веќе во секундарна мрежа. Ова заборавив. Преска зборувавме за проектите. До следното прашање, ако може само нешто. За дупките одговорим. За дупките, за улиците. Значи во новата програма имаме предвидено реконструкција на најмалку 100 улици. Значи, најмалку 100 улици. Во право се луѓето. А зошто до сега не ги направивте? Па не е толку силен буџетот да можеме сите улици наеднаш. Каков проблем е во Битола? Има старо градско јадро. И се има куќи кои што да речеме некогаш имале водоводна мрежа, во близина се изградили уште неколку куќи. Сега не можете само патот да го асфалтирате, бидејќи треба замена и на водоводната мрежа, и на канализацијата, и да се тампонира и да се асфалтира. Ние направивме во голем дел, многу направивме во стари населби, во Генимале, например. Таму имаше, вака чудно е, можеби абсурдно, но 21 век имаше геризин из Битола.
Значи тоа го совладуваме, значи многу запуштено. Точна беше сликата што беше кажана пред малку. Значи многу запуштено, многу неинвестирано, значи гризите ги бараме, ги поправаме. Колку улици? Најмалку 100 улици. Колку веднаш, ако добиете, што ќе видат, што ќе почувствуваат битолчани, барем на терен? Значи, одма ова сезона, најмалку од нив минимум 25 до 30 улици за кои што имаме проекти. Одма. Оваа година, и сега ќе каже некој голема е бројката, зошто да се не правиш? Па не можете да ја споредите, да речеме, Васко Каранѓелевски со 3 помали секундарни улици во Малата, а нив таму им треба. Таму е катастрофа. Сега главно низ Битола, значи ги набројав преска, Железничка, Булеварскиот влез, другиот влез Довлеџик, тоа е се направено. 3 кружни тека имаме големи низ град, значи тоа е направено главното. Главно, меѓутоа има уште многу за работа. Секундарната мрежа не е катастрофа, сега затоа се 100 улици. Ќе мора да се копа, не е само асфалт да се фрли, во голем дел, ќе мора да се инфраструктурата да се па штета е да асфалтирате и да речеме по 6 месеци се канализација, дефект, водоводна цевка и сега тој нов асфалт да се копа назад, стварно не е баш пријатно. Еве го најдов прашањето. Зошто паркот Тепсија го остави во запустување кој е на 5 минути до центар и дозволија бесправно да се градат дивоградби врз него? Предпоставам, тоа беше прашање. Значи предпоставам мисли на ромската населба, која што е таму, и таму за жал многу тешко го решаваме проблемот. Значи тоа е населба, ако се сеќавате, од тунел, кога доаѓате од Скопје покрај тунелот од левата и десната страна. Значи тоа е населба која што ја затекнавме и многу имаме големи проблеми. Во овој дел, кај што е прашањето, пробавме да правиме детален урбанистички план за да преместиме дел од населбата во тој дел. Меѓутоа имавме реакција на мештаните и тој план пропаѓа. Значи сега бараме посложено, поцелосно решение за целата населба, за да можеме тој целиот дел евентуално да биде пренаменет. Тоа е многу тешко, таму има проблеми со хигиената, таму веќе имаме и чувари, имаме луѓе кои што постојано одржуваат хигиената, ги имаме вклучено јавните комунални предпријатија, тоа е многу незгоден еден дел, затоа што практично видите... А предпоставам дека таму потполно дево, дека тие луѓе не плаќаат никакви давачки, дека не плаќаат ништо, а се трошат средства од општината за некакво одржување. Максимално. Ако се обидете нешто да направат, нели, на врат ви рипаат заштитниците на човекови права, абсолютно, да не ги пуштате. Токму така. Значи, таму беше... работата е статус кво, така. Значи, таму беше еден период пожар. Од вас се, пожар. И од вас се очекува да им направите станови, да им дадете јадење, да им дадете работа и да ги платите уште од озгор. Не работа, туку и да ги платите нормално и сето тоа, нели, од граѓаните на Битола и да не прашувате ништо, така? Ете, да ви кажам пример. А како може да се инкорпорираат тие луѓе да станат лојални граѓани, да почнат да работат, да заработуваат и да ги плаќаат давачките како што сите ние тоа го правиме? Значи, Јанко, таму има голем проблем, значи има едукација, работиме и со невладини организации. Значи, таму главно имаме проблеми со образованието. Значи, и луѓето тешко го прифаќаат тоа, но имаме голем напредок. Значи, што треба да се направи? Во таа населба сакавме да доближиме нешто што ќе ги преокупира. Но многу е тежок проблем. Значи, не е проблемот само во Битола. Тој проблем е насекаде каде што имаме, да речеме, ваков тип такви населби. И тоа е многу голем проблем и не е така едноставно решлив. Точна беше забелешката кога почнавме да го правиме деталниот урбанистички план за преместување. Тогаш беше господинот Фуере. Значи му пишаа писмо, дојдете да видите градоначалникот што сака да ни направи. И јас му објаснив што сакаме да направиме, регуларна населба во која што инфраструктурата нешто нема да им наплаќаме. Ние ќе ја внесеме инфраструктурата, водоводна мрежа, канализација, ќе направиме прифатилишта за нив бидејќи небезбедно е онаму кај што се, значи на транзитниот пат. И дојде господин Фуере и вика, не можете така да се однесувате со нив. Ском, кажете ми како треба. Па вика, треба да им помогнете. Па викам, тоа го правиме. Правиме детален урбанистички план со кој што луѓе им предлагаме на друго место да се дислоцираат. И тука заврши проектот, бидејќи тој не ни даваше поддршка, тие нешто направија друга приказна, едноставно за жал. И кој ве команда вас? Фуере ве команда или владата или вие сте градоначалник кој се сам треба да донесе одлука? Значи, јас сам не можам да донесам бесовитот одлука. Јас извршувам. Значи, не Фуере, но тие охрабрени, мештаните охрабрени од неговото размислување, едноставно не го прифатија проектот.
Ете тоа е. Значи, тоа е проблем кој што е во иднина за решавање и тој треба да го решиме, меѓутоа тука ќе ни треба поддршка од Фуере. Не. Па, извинете, ќе бидам циничен. Да. Очигледно дека Фуере ве команда и ни кажува што треба да правиме и како треба да правиме. За жал, неговата реакција ги охрабри мештаните да не го прифатат проектот и во таа смисла ќе бараме некој ново решение. Го молам градоначалник да каже нешто накратко за дивата населба петочна вода и урбанизира. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ова што борите. Тоа е тоа, значи, населбата Бадем Балари. Добра. Во која своевремено беше она што е водно денес за Скопје. Што е со таа населба денеска? Да, значи тука е сличен проблемот е, меѓутоа апсолутно со урбанизацијата мислам дека сите овие проблеми ќе ги решаваме. И ќе можете да спроведете урбанизација, пак ќе ви дојде некој Фуере, ќе ве чукне погла, ќе ви рече, видете, не смеете вака да се однесувате? Значи вака, мислам дека можеби и понудата која што сме имале не им одговарала на мештаните, доколку најдеме подобра понуда, тоа ќе го понудиме за мештаните. Паркинг простор е, вика, проблем во Битола, пишува гледачот. Нема ниту еден единствен паркинг, а катни гаражи сега можеме само да сонуваме. Проблем е и хаосот во градскиот реонски пазар. Вака. Значи, Битола е ретка општина со старо градско јадро. Значи, да не доаѓам со кола, ич таму. Не. И сите општини кои што има стари градски јадра го имаат истиот проблем. Што се случува? Направивме детален урбанистички план со кој што планираме подземно паркирање. Значи не мора да сонуваат, едноставно тоа ќе го видат, бидејќи ќе понудиме јавно-приватно партнерство во централниот дел од градот, каде што предвидуваме два спрата подземни гаражи на Гоце Делчев. Бидејќи сте биле таму на Манаки, знаете кај зборуваме, значи пред Домот на културата, целата зелена површина и тој дел од паркингот, практично еден ден треба да бидат плоштад. На оној дел пред Епинал нема да има возила, едноставно сакаме улицата да ја спуштиме под широк сокак. Одлично. Оваа година започнуваме со зонско паркирање. Значи, оваа година имаме 3 зони во градот. Имате револуција за ова. Па сега, ако сакаме ред, и најважното, значи, Битола, како општина, побара помош од Сообраќајниот факултет, имаме сообраќајна студија за движење на возилата и сега чекаме штом ги дореконструираме овие дел улици кои што ни се потребни за да ја спроведиме таа сообраќајна стратегија, тој сообраќајен концепт, практично влегуваме со зонското паркирање и пренасочување на дел од улиците, кои ќе бидат едносмерни, кои двосмерни. Затоа ги правиме кружните текови за да можеме практично да го регулираме што понепречено сообраќајот во градот. Малку јадачка, малку констатација, може да ја повториме работата. Како тоа владата има ингеренции да гради во Скопје Вотерленд и Жичара, а во Битола не? Не знам кој гради во Скопје. Добро, а во Битола? Јас во Битола, значи Вотерленд или Аквапарк ќе понудам на инвеститор. Така. Исто како што правиме со сите парцели во касарната. Значи, понудивме на инвеститори за згради, дојде луѓето, градат згради. Понудивме за куќи, градат куќи. Значи, тоа е разликата. Значи, општината апсолутно нема тоа да го прави. Кажете ми, дали... Само момент. Дали ќе бездомните кучки, мачки и така натаму нешто напишал. Не ми е јасно зошто ни еден, малку оддалеку го гледам компјутерот па додека да дочитам. Не ми е јасно зошто ни еден градоначалник нема во својата програма предлог решение за проблемот со бездомните кучиња, мачиња, пошто постои ли хумано решение или пак ќе се убива. Имате ли таков проблем вие во Битола? Значи... И можеме, нели, кога веќе ги спомнуваме животните, да ја повториме работата, што ќе правите со зоолошката градина? Да. Значи, токму таму практично, општина Битола, уште првиот мандат, беше првата општина што направи еден центар за згрижување на уличните кучиња. Значи, додека ги убиваа на други места, ние ги згрижувавме и потоа ги нудевме на граѓаните. Се разбира дека со сите прегледи, сите оние кои што кучиња заслужуваат, да речеме бездомници, така како наречени, бездомни кучиња, практично беа прегледувани
и здравите беа понудувани на граѓаните. И неверојатно е, имаме цел список на граѓани кои што ги посвојуваат кучињата. Ете, имаме и центар, токму е сместен во зоолошката градина, а зоолошката градина конкретно исто така ја наследивме со процесот на децентрализација во катастрофална ситуација, таму немаше детален урбанистички план и сите живеалишта беа без вода, без одводна канализација и така натаму. Сега работиме, значи општината инвестираше 1 милион и 200 илјади денари во водоводната мрежа и околу 4 милиони денари во одводната канализација. Но добивме европски проект преку гранична соработка над 700.000 евра за реконструкција на вкупно 10 живеалишта на животните. И ќе направиме навистина современо, веќе е инвестирана инфраструктурата, го имаме деталниот урбанистички план, така што се надевам дека идниот период, оваа година веќе започнуваме пролета со реконструкција на живеалиштата. Само малку, бидејќи одвоивме околу 20 минути, разговаравме за салата, разговаравме за стадионот, да го поздравам Васко Даниловски, кој со многу извичници пишува зошто го нема стадионот во програмата. Вие рековте дека стадионот е во програмата и многу ве молам, воздржете се, ако не ја следите програмата, барем проследете ја репризата и така натаму, немојте да влетувате адхок, бидејќи навистина и јас и екипата и градоначалникот се обидуваме да одговориме на сите прашања веќе 120 минути. Затоа ве молам, ако сте се вклучиле пред 5 минути, ве молам, воздржете се, затоа што можеби сме одговориле и сигурно сме одговориле на прашањата. Еве конкретно прашање за кое не слушнав, кога веќе го спомнавме, не знам, ова е констатација. Каде се рефлекторите што се купени пред 4 години? Не знам кој ги купил и што за стадионот. Не се купени, туку се превземени. Тие се кај нас во општината. Беше идејата да се постават рефлекторите за да имаме нели такмици навечер. Меѓутоа, го менуваме концептот. Значи, не сакаме да ги поставиме на држачи метални, а можеме тоа да го направиме. А туку на кровните трибини. Да, затоа што сакаме да ги направиме трибините. И да вградиме светла во трибините. Значи, ова би бил трошок непотребен сега. Ќе се воздржиме кај поминало толку време, толку многу години, да ги направиме трибините и да ги вградиме светлата како што треба. Кога ќе дојде на ред транспортниот центар кај новата болница, која е во континуиран сообраќаен застој и опасна за пешаците и возачите? Новата што? Кога ќе дојде на ред транспортниот центар кај новата болница, која е во континуиран сообраќаен застој и опасна за пешаците и возачите, прашува Борче Трајковски. Како вете транспортен центар, не разбирам за кој застој има. Ако вие не разбирате, ја ушам. Не знам за кој транспортен центар мисли. Кај новата болница. Не го разбирам прашањето, нека еве во живо емисијата, нека го прецизира. Не, немаме време. Кај се подземните гаражи, како градоначалник на Битола не знае и што е чкембар. Рековме тоа, чкембарите ќе ги викнаме. Чкембарите ќе, да. Да, они да одговорат. А ништо, ова повеќе, зошто лажете, добро? Добро, тоа е стандардно. Океј. Што планира градоначалникот со водата во Битола? До кога ќе плаќаме најскапа вода во Македонија? Не е така. Не е така. Тоа е, еве сега веќе следата емисијата се вклучуваат и оние кои што сакаат малце така од друг агол да ја поместат работата, значи не е така. Не е најскапа водата, туку цената е во поевтините во Битола. Беше некаде поскапувањето направено, меѓутоа мислам дека следниот период јавното комунално претпријатие Водовод со овој начин на работа рентабилно работи, имаме некоја цена која што практично е релативно во средните цени во Република Македонија според сето на што ни го покаже директорот како анализа, така што ова е сега мала провокација и едноставно не е точно. Од 2009 еден гледач напишал дека се гради некоја катна гаража и не е изградено се уште. Имате ли таква? Значи не се гради ни една, туку подготвувавме документација. За да направите катна гаража треба да имате детален урбанистички план. Да речеме дали се работи за надземна катна гаража или подземна, се едно, мора да имате маркица. Значи долго го правевме деталниот урбанистички план за централното градско подрачје, кој што имаше многу забелешки и кој што имаше доста обструкции. Едноставно таму веројатно има повеќе интереси, но ние
според сите анализи и анкети, со подршка на сите архитекти, урбанисти, заклучивме дека иако е скап тој проект нема да го инвестира општината. Значи, што направивме? Во централното градско подрачје, само во првиот дел, има можност за 340 возила да се паркираат. Само во првиот дел, вкупно се 500 кога зборуваме и за подземниот дел на училиштето Гоце Делчев. Таму има едно игралиште, но подземја. Значи, за да ги привлечеме инвеститорите, всушност во самиот проект поставивме деловен простор, што е во централното градско подрачје, значи до широк сокак. Очекуваме тука да има голем интерес и практично општината да инвестира во патната инфраструктура, во делот на спуштањето на патот, а пак инвеститорот да инвестира во паркинг просторот, што би го остапил на општината, а деловниот простор би го задржал за себе. Еве го до објаснувањето. Очигледно гледашот да се изрази по-културно, па отишол малку со епиката во транспортниот центар. Се работи за автобуски постојки и дивите такси стојалишта пред новата болница. Ете така, тоа е веќе прецизно. Точно така. Бидејќи транспортен центар не кореспондира, одлично. Тотално погрешно одлично е прашањето. Значи сега со сообраќајната студија идниот период имаме мапирање точно каде ќе стојат такси возилата и точно каде ќе бидат автобуските постојки. Тоа досега не беше толку регулирано, така што такси возилата стоја онаму каде што сакаат. Сега тие ќе се надава. Значи ќе одиме да видиме кој од фирмите, такси превозниците ќе ги земат кои паркинг места. Ете тоа е тоа. Зошто не се доизгради булеварскиот влез од страната на Прилеп? Ете така, значи таму оној влез кој што е направен, кажав дека е 1/3, скоро половина направен, но има во законот една можност ваква. Тоа е транзитен пат. Таму општините не инвестираат. Таму инвестира транспорт и врски, Министерството за транспорт и врски. Бидејќи беше наша голема желба тоа порано да го направиме, ние си преземавме обврска тоа да го прави општината, бидејќи општината може тоа да го прави само во случај доколку тој дел е покриен со генерален, односно детален урбанистички план. Односно може тоа да го прави само доттаму до каде што планот постои. Натаму нема ингеренција општината. Значи тоа треба владата да го прави. Ќе бараме со Министерството за транспорт и врски да се продолжи тој проект понатаму, односно како што е предвиден, го имаме цел проект. Ајде, Миле Прилепчанец, ако не ја заврши онова работа, кој ќе ја заврши? Не, Ништо ќе му рипаме на врат на Миле. Не, Јанко, морам да кажам, булеварскиот влез е финансиски практично изфинансиран од владата на Република Македонија. Так. Но начинот на реализација го презедовме преку општината. Значи, исто како да го направил Миле, бидејќи финансиран од буџетот на владата. Зошто цела Бистра е асфалтирана, само чикмаците не се асфалтирани? Што се чикмаци? Помалечките улици кои што доаѓаат до Бистра. Па тоа веројатно во следнава фаза, сега во 100 улици, бидејќи Бистра беше проблем и беа главните улици проблем низ Битола. Значи одиме фаза по фаза. И сакаме се разбира од буџетот на општината на целата општина да се подели тој буџет. Не можеме цела населба една да ја направиме максимално со сите улички, а да запоставиме цели подолги улици. До кога населбата Боримечка ќе биде дозволено одгледување на животни, на кој местото не име надвор од градот, овци, крави и слично. Изметот да биде на улиците практично наше секојдневие. Докаде урбанизацијата? Нели е срамота во 21 век, поставува прашање Јаспина Талевска. Значи таму главно се работи за диви објекти, диво изградени објекти и сега општо познато е дека почна процес на легализација на објектите. Значи таму има многу нерешени проблеми. Луѓето имаа рок до кога да си поднесат барање за легализација на диво изградените објекти. Практично сите што ги исполнуваат условите, наша обврска е следниве години да ги вклопуваме во деталните урбанистички планови на општината. Тоа и ќе се случи. Тек тогаш ќе може да се преземат. Па главно тенденцијата е се што е можно да прифатиме со планот, доколку има некои да речеме недоразбирања комшиски, тоа е веќе надлежност на инспекцијата, не го решава деталниот план тоа. Што стана со средното училиште за лицата со интелектуална попреченост во Битола? Тука најдовме простор, знаат тие, разговарав, знам зашто ме прашуваат. Значи најдовме ние можност во средното земјоделско училиште и простор, меѓутоа знаат родителите дека требаше да се обезбеди кадар кој што треба да предава на учениците. Земјоделското училиште за дел од предметите кои што се предаваат прифаќаше и се нафаќаше да обезбедат професори, наставници. Таму знаете што е проблемот? До основното не е проблем, меѓутоа
после основното образование нема центар кој што ќе ги прифати за средно образование. И тоа ми се чини на 2-3 години ги прифаќаат, но има една-две паузе. Сега, ние бараме начин со Министерството за образование да обезбедиме кадар да има секоја година да може да ги прифаќа. Имаме простор во средното земјоделско училиште. Немате кадар? Кадар кој што треба посебните предмети да ги предава за овие деца, кои што се специфични нормално. Добро. Преиска кога ги спомнавте таксистите и таксилиштата. Ја можеби оти читав изгубив малку и концентрација. Дали кажавте како ќе го решавате и такси превозот? Дали ќе имате лиценци заради дивите таксисти? Имаме лиценци. А што ќе правите со дивите таксисти? Еве велат битолчани дека е тоа проблем. Значи, проблемот со дивите таксисти за жал не е 100% регулиран и во Битола. Значи сега одиме од почеток со мапирање точно на местата каде може таксисти да се постуваат и кој може тоа да го прави. Значи, тие добиваат лиценци и сите оние кои што ги исполнуваат условите практично добиваат лиценци. Но што се случува? Газдите на такси компаниите кои што доаѓаат кај нас и се жалат дека има диви таксисти по улиците, всушност прифаќаат диви таксисти да возат во нивните компании. И ние излеговме на терен и рековме, луѓе, па самите вие си правите проблем. И тука веќе нема текст. Значи, препораката беше, ако сакаат и тие да помогнеме да го решиме дефинитивно тој проблем со дивите таксисти, тогаш и тие треба да знаат во компанијата кои од возачите им возат, дали со лиценци, дали ги исполнуваат условите или не. Затоа што со мала финансиска надокнада тие им даваат станици со кои што можат дивите таксисти да се служат. Земаат приход од тоа, не ги пријавуваат. Тримпатеката, Тумбе кафе, ресторанот. Ете така. И тука да завршиме. Сега вака, значи има уште многу проекти кои што не ги спомнавме, но добро, еве. Немаме време, еве. Добро. Ја мислам дека ако сте имале, не знам, и локалниве битолски телевизии дали поише ви посветиле време. Ворете. Благодарам, Јанко. Навистина, благодарам за топлиот прием, за отвореноста и за можноста секако да зборуваме на оваа тема. Значи, Тумбе кафе имаме еден концепт, доколку има некој заинтересиран, еве оваа емисија што се гледа на цела Република Македонија, сакаме да направиме во подножјето на Тумбе кафе, да дојде инвеститор кој што ќе ги нуди сите кафења од светот. Нели е Тумбе кафе? Нели било излетничко место од секогаш? Имаме во деталниот урбанистички план предвидено можност за урбана опрема која што, да речеме, може таму да се постави. Значи, Тримпатеката ја реконструиравме во голем дел, поставивме нови содржини таму, справи и така натаму. Сега останува еден дел да ја дотампонираме, да ја средиме и да ја поврзиме со патеката која што е практично покрај шеталиштето. Таму има еден дел во рамниот дел, а Тримпатеката е на Тумбе кафе практично. Таа ќе се дозаврши, што се однесува до објектот на Тумбе кафе, битолчани многу добро знаат. За жал, тој не е во собственост на општината. Тука не можеме ни да интервенираме, но можеме да интервенираме со давање на услови на некој друг кој што сака тоа да го направи. Чиф е тоа? Тој беше, ми се чини на СИЗО, под СИЗО беше тој објект, но тој е распаднат. Тој не постои практично таму. Таму постои како заведен објект кој што практично физички не постои, слично како киното Манаки. Значи државно земјиште е тоа де факто. Државно земјиште апсолутно, но објектот не е општински. Зошто не го барате од државата? Па ние сега направивме постапка. Прво, ги добивме објектите во касарната, ги добивме спортските објекти, сега правиме список на објекти кои што би сакале да ги имаме под општина за да можеме да интервенираме. Затоа што и во спортската сала не можете да интервенирате ако не е ваша. Значи не може да вложувате во друг туѓ имот. Нели, за да инвестирате во сиве овие работи, а Битола станува новиот центар на Македонија и го има тој потенцијал. Заради кризата во Грција, велат една од најисплатливите бизниси во Битола е да си заболекар. Ординациите работат турбо и така натаму, затоа што најевтини, најквалитетни услуги и така натаму. Грците доаѓаат да се снабдуваат и сето тоа станува некако обратна ситуацијата. Порано ние идевме кај нив, сега они доаѓаат. Туризмот е шансата на Битола голема. Мислам дека многу време пропуштивме и уште немаме, мислам дека треба да се дуплираат. Знаете што, јас што можам да заклучам, значи, како завршен збор за вечерва, од она што го чувствувам како пулс од гледачите, од она што вие ми го кажувате, но и од нивните прашања.
Ја имам чувство како да е пред мене градоначалник на град од 600-700 игати. Значи, потполно урбани теми, луѓе со силен потенцијал и енергија и така си го перцепираат својот град. Да. Значи, Коце Трајановски, ја утре ќе го имам за гостин, Да. ова е темпото на разговор и на интензитет на јавување. А го имаме за Битола, кој е неколкократно помала. Да. Но сепак, потенцијалот кој го има Битола, Да. како градска средина, како центар, културен и економски, сега со ова, ако испадне, битолчани заслужуваат многу повеќе. Ја ќе ви кажам, дали ќе ви дадат уште еден мандат, не знам, тоа одлучува он. Так, Тоа ќе апсолутно. биде трет по ред. Да. Ама мислам дека треба да запнете 3 пати повеќе од што овие минати два. Искрено ви го велам тоа. Добро. Битолчани го заслужуваат. Точно ги објаснивте, ги перцепиравте тие работи. Немавте, ги немавте објектите, ги имате. Сега имате шанса. Апсолутно. Историска шанса да го направите, да вратите нешто во Битола, една нова перцепција за тој град, една нова надеж за битолчани. Така е. Апсолутно се согласувам, Јанко. Благодарам на сугестијата. Сега веќе кога ги имаме сите можности и законските рамки, кога го имаме и државното земјиште, кога имаме и објектите, веќе се извештивме во аплицирање на европски фондови. Мислам дека ова искуство што го имаме апсолутно е точен заклучокот и ние сме подготвени. Ние сме подготвени, ми се чини, со многу поголем ентузијазам и енергија од сето што го имавме досега, затоа што верувајте, кога ќе се кандидира еден градоначалник и трга да прави се и ќе затекне блокирана општина со големи долгови, тука веќе завршува приказката. Едноставно е немоќен. Но сега Битола ја донесовме во ситуација во многу полиња да може многу повеќе. И ние тоа ќе го докажеме и ќе го потврдиме дека е така. И ме радува вашиот заклучок. Битола никогаш никој не ми се обратил ни на слободните денови, ни во другите пораки што ги добивам, да се споредува со било кој град. Значи, апсолутно, најмалку со Скопје се споредува, најмалку. И почуваат зошто е во Белград вака, еве Солун бевме, имаше таква работа. Значи, пазете, тоа се големи разлики. Тоа се градови со многу поголем капацитет и многу поголема сила. Но мене ме радува затоа што таквиот имидж кој што го има Битола, од секојаш конзулска нели Битола, европска Битола, го има и денеска. И мислам дека тој концепт и таа сила што постоела на Битола повторно и се враќа. Значи, некои сакаат времето да го вратат, некои сеајот, не. Јас мислам дека ресурсите, капацитетите кои што ги има и потенцијалите, Битола си ја враќа силата, си доаѓа сама на себе си после големите катастрофи од поставувањето на границата и после настаница на возот, се разбира големата катастрофа со последици до денес наречена ТАТ и катастрофалната приватизација, со децентрализацијата добива моќ самата да почнува да се организира и да ги санира катастрофалните последици. Убава беше забелешката. Децениски е запуштена, оставена на себе си, никој не се грижал. Јас сум убеден дека во директна соработка со граѓаните, заеднички, навистина сега ќе направиме најголемиот скок. Всушност тоа е нашата амбиција, затоа и такви ни се проектите што ги нудиме пред граѓаните. Благодарам за интервјуто. Благодарам за можноста, ми беше чест да учествувам во вашата емисија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.